Бугомија. Ајде. Пао! Како ли? Крш. Чекај. А не, еднаш лета само. Па Дори таму доволно е. нешто цркна. Што при... Многу јако го. Нема везе. Дечки, Звучни вие ефекти. гледате Дебели гикови. Мисля ја кажеш дебели Оскари. И нормално пред Оскари епизодата, нормално ко боже ова ни е долгогодишна традиција, една да се имаме снимено, ама се надеваме на повеќе, Технички се две. да? Една е предикции, друга е победници. Па победници имавме, Имавме. Ама не, Спомнавме само. тогаш- Не, посебно. Тогаш му беше посебна за Златко епизода, не беше ни за Оскари, ни за ништо. Да, Златко Гелески го имаме на гости, официјално по трети пат и официјално првиот човек кој што ни бил во сите три официјални студија. Да. Многу официјални работи. Јакото беше што првиот пат беше после 2 недели дое пак од Да, во друго студио. Значи, ако продолжевте вие со тоа темпо на секои 2 недели да менувате студио, ќе беше малку напорно, ама вие си знаете, големи сте. Ќе кажам дека е многу слично време како ова нема, па исто време Сек- со Оскари, така да Фиксни се. ова Не, ми беше најглупиот, нема везе, маца глупово кажав. Али да, Почеток на година, секојаш се. за тебе нема да збориме оваа епизода многу, пошто ќе кажеме дека да, другите две епизоди, оваа и оваа може да си ги погледнете на нашиот YouTube канал, до душа едната е многу долга, као 3 сати, нешто така траеше. У второто студио, со тебе тестираме многу работи, ново студио, нова опрема, тестираме нешто што втор пат технички го тестираме сами, сами, Да. ама Добре всушност- да си работи, битно. Ако нема звук, Да се имаме отстраниш. бекап камери што маца чудно ќе звучи, ама Ќе се фати. нема везе. Оскари се на 15? Да. На 15 март. Епизода искаш Во недела. Секојаш понедела паѓаат. Ки искача тоа Да. недела. Ама у недела по америчко е, кај нас у понеделник. 4 наутро понеделник некаде ќе биде веќе Супер. 3-4, да. Ја до душа иш не сегам да останам на Оскари, многу ми е рано брат. Се пуштам следниот ден си ги гледам на рад. Пошто сепак е недела. Да седам и да пуштам, да гледам Оскари. Не, ја ги гледам, ама у понеделник ја ги гледам. Да, Кога наредниот ги ден, да. завршат, кога нема шамари и такви работи ништо. Само треба да скриеш тоа победниците малку, да се направиш интересно да ти биде, мислам, ако веќе знаеш кој победил, тоа е исто како крајот на филмот да е, го и знаеш. Малку. А секогаш се будам, ќе земам телефон, Прво е одма. прво е Така. динг, онака нотификација ако имаш уклучено од Google News, од чуда врагови. Не мора, ќе се појави некој Македонија што ќе пише па како може овај филм да победи. Секогаш, Да. секогаш понеделник е таа реченица. Како бе, кој е овај филм, пошто нели никој не го гледал. Победникот секоја година тоа се случува и кој е овај бе, како му дале на овој Оскар. Тоа е Ди Каприо вој зема Оскар. така, да. Тоа ќе го видиш секој понеделник. После Имаше Оскари. тоа, го кажав, минатата епизода, мислам дека минатата Добро. за Infinity War. Добро. У Гевгелија на автобуска стикер со сите кои што ќе умрат у Infinity War стана на ступ, значи да лекеш да го, Леле. значи да се криеш онака, си чекаш автобус и онака и ги читаш онака. Некој решил да направи меѓуградско злодело. Да. Не пред да почнеме со епизодата, Марио те молам да ги поздравиш нашите пријатели. Пријатели, другарчиња. Само да се заблагодарам на B42 кој што повторно го обезбеди овој простор кај што сега може да снимаме и Оскаровска епизода, односно епизода за предикции кој ги победи на Оскари. Можете ви да си го обезбедите B42 за вашите настани, но сепак го ставите барем еден ден у неделата да може да снимаме и ние. Само се заблагодарам на Bento Bloom Cakes, кои што ги прават најубавите и мали бенто тортички, се збуни Bento Bloom тортички кажа. Бенто тортички кои што се од 20 до 4. И ако сега да нарачате, скенирате го овој или овој QR код што ви се појавува доле и нарачувате 3 до 4 работни денови. Само Не бидете булјаши. Yes. Само да заборам на Goblin Games, најголемата, најубавата и најдобрата и све најпродавница за друштвени игри и гиг продавници кои што сакал ги да ја каже. Рекен 25-ти ројден гоблин. Да ви се множат.
и се гледаме за месец дена на забава. Да, на луда забава. И кажавме кој месец. Полека кажуваме тајност кога е слават Гоблин ројенден. Може све да најдете Гоблин, до души онаму има едни меджи карти што ги направив, што ги наместив. Само се заборам на Fat Kitchen кој што ни ја приготви овој пат ова прекрасна храна која што Оги ќе ја отвори со пукање на микрофон. Знаете дека во Fat Kitchen има многу добри вегански опции, ако сте у период на велиденски постови, има многу добри работи за вас. Ја имам веган кранч врап за постење. Оги има. Давно пул порк немам јаден од така да... Оги речи, Оги реши да пости за да ќе јаде pulled pork. Посам да не ти е pulled поркот. Да. И само се борам на Red Bull Македонија, кој што и оваа епизода е напунува со Red Bull и дава крилја. Јас ќе јадам после, така да те молам да го вратиш. Сега. На здравје нека ти е. На здравје. Така Сега. на ЕПП да одиме. Да, ќе морам на ЕПП да одиме. Јави за ЕПП да... Ќе морам да одиме на ЕПП за леле. Не идеме на ЕПП додека не го покажам за тие што постат. Вака, дечки, вака. На очите вака сега. Аутофокус, иначе ти беше? Доста ви беше, не? Го фокусираш. Го фокусираше? Криминално дело. Да, криминално дело беше ова. Сите ме пцува, вика, не ме пакете, види ме како... Готов си. Јеби га. Јебе га. Ќе одиме на ЕПП за да си наместам тука некои работи што ни треба за Оскарите. ЕПП. ЕПП. Останете вклучени. И така ние најадени, напоени, Се враќаме. се враќаме по најаденото, ја ќе си земам едно Red Bull, че притисок да не ми пада. Да, ги дарам. Ви изволите, господина. Благодариме, колега. Значи, ќе почнеме. Имам ладен фрижидерче, ој. Значи, ќе почнеме да збориме за така поизвиканите филмови што се на овогодишните Оскари што се појавија, специфично ние што се подобрите номинации, односно категории. Така да, Златко, тебе те викнавме, пошто си филмоман, филмополис и се останато, бидејќи маце поише ги знаеш и од нас сите филмови, ти колку ги имаш ги изгледано? Сите, бе. Сите. Све имам. Ја до душа стварно ги изгледав сите, некој не успев да го фатам, но сепак ќе ги оставиме тоа за Златко. Сега да почнеме со Бгонија. Ајде, идеме одма кај лудиот грк, така? Знаеш, мислам дека подобро е да почнам ја моje мислење за Да, супер. Ја Бгонија маце го избегавав искрено филмот. Добре, зашто? Не беше многу чуден според трейлери и останати работи. Треба да биде. Да. Некако ми немаше смисла, можам да кажам. Не сваќав што сега да биде, ја као окей, денеска ми е недела, ден за гледање Оскари, ќе си ги изгледам неколку, ќе почнам со Ден за чудни работи гледам. ден за чудни работи и ќе почнам со Бгонија да го гледам. Така. Го пуштив, прво нешто што ме фасцинираше 4:3 аспект ratio-то. Значи тоа кога го видов одма ме купи, викам ова ќе го гледам. И цел филм друго гледав бев као квалитетно е, ама нешто ми кашува, нешто И оценките му се такви, не се нешто големи средни оценки има и самиот филм, така да. на моменти многу ме вози. Значи на моменти после на почетокот ќе правиме спойлери, нема везе, пошто више излезени сите филмови, кои ќе киднапираат и сите тие работи, многу ме вози. Крајот ми е Крајот ја дели публиката. да, Тоа е и филмот, крајот е и самиот филм. да. Ми се свијаше и не ми се свијаше во исто време. Така. Ми се свијаше бидејќи беше многу неочекувано. Така. Пошто цел филм те вози као maybe, можеби, не, да. сигурно не, можеби, Нема не, шанси. нема шанси. Баш така. Добре, да. И на крај бујака ша. А начинот на кој што беше крајот реализиран, предпоставувам дека тоа те извади од колосек, визуелната естетика која што имаше применета, пошто е комплетно поразлична од сето тоа што дотогаш си го гледал од страна на филмот. А филмот е многу едноставна, да симплифицираме приказната, има Стоун, нели глуми CEO на некаква си фирма која што е киднапирана од двајца заговорници, ајде така да ги наречеме, кои што мислат дека таа е всушност вонземјанка. Толку. Ништо подалеку од тоа, значи проста едноставна премиса и убавината на тоа е што
претходните неколку години Лантимос нели има буквално година за година филмови кои што стануваат хитови, гледани се, дури и ги прекрши сопортингс и прекрши границите, фестивалски филм да игра во кино репертуари, кај нас играше во киносалите. Така што веќе влегува и во мејнстрим водите заради тоа што може да си игра со актери како Ема Стоунс, да игра со, значи, му се отвараат холивудските врати на предводникот на грчкиот чуден бран, кој малку и ги приземјува неговите филмови, дури Бугонија е повеќе приземјен од колку тој што знае да забега во доктут и во почетоците негови кога беше предводник на грчкиот бран. И тоа е ремейк. Всушност, Бугонија е ремейк, не е оригинален негов филм. Тоа е јужнокорејски филм од 2003 година, мислам дека беше, Save the Green Planet, кој што е многу полуд од овој, заради тоа што таму киднапираат маж, не жена, и таму може да го мачат малку повеќе мажот од колку Ема Стоун што може да ја мачат. Да, и таму го премачкуваат и така, и му ставаат електроди и чуда на телото, така што малку се изживуваат повеќе, ама корејците знаете колку се скокаат од една емоција на друга, има и комедија многу во него, многу повеќе од колку Бугонија што има, и Бугонија е сериозен филм. Тоа ми се свија што конечно. Ајде, така да кажем, конечно, комедиите си добиваат некако признание? Да. Најчесто се беа третирани како понизок ранг. Знам на времето како ги отфрлува, како не за дека не ги признава како филмови, туку едноставно не беа ни номинирани за... Да, дури и на Фарели тие браќата што ги снимаа филмовите беа као понизок ранг, комедија, као не е тоа достојно. Не, тешко е да насмееш луѓе заради тоа што има рок на траење. Треба да најдеш начин како да го направиш вонвременски хуморот. Не секој може тоа да го направи. И затоа нема комедии добри во изминативе 10 години, мислам. Јач. Така, како слепстик комедијата и откако рацете им се заврзаа на авторите на комични текстови, каде што за се луѓе се навредуваат. Комедија, филм вака што и до денес кога ќе гледам се смеам, изгледа, знаеш дека може да е хенговер, кецот. Така, а колку време помина од него? Има 15 на години сигурно и повеќе. 15, мислам дека е. Порано ќе да е. Порано ќе да е, 2012. Сигурно. Така што И стварно, знаеш, комедија дека... Тоа истото се случуваше и со хоророт. Добро, секогаш го имало за разлика од комедијата, тоа има континуитет. Не, и сега има комедија, ама едно време хоророт као да спласна, па со Инсидиус, барем ја така мислам со... замислиш за големи студија што земаат филмови, така. Кецот па се дигна и сега има хорори што се мастерпис. Точно, ама сега зборуваме за тоа колку е застапено кај големи студија, на репертуари, а секогаш бил присутен на филмски фестивали хорор жанрот, секогаш имало инди остварувања, значи секогаш имало квалитет и таму во таа независна сцена доаѓаат големите идеи кои што подоцна големите студија ги експлоатираат. Така што Insidious не е ад хок направен, туку и тоа е под инспирација на други филмови од минатото. Ама кај комедијата е проблемот што не се сваќа се уште на тоа рамниште сериозно, колку што, не знам, некоја извикана лимунада од биопик направен за некој небитен лик во Америка, како што ќе се фаворизира. Кога сме комедија, само кога дојав навака на снимање, го гледав трейлерот за Scary Movie 6, мислам. Така, 6. Тоа е тоа. Што нема хумор, бе, брат. Нема хумор тоа. Абе на Scary Movie сме се мочале од смеење, од глупости. Тоа не е хумор, тоа е здраво. Јас сум другарка ми пам. Ама може да се вратат во... Нека излезе, ги има сите слешери таму, така што ќе видиме. Да, баш сите слешери. Сите се на едно место, дури Terrifier го има, тоа е секоја чест. Хоророт замра реално ради вуки културата маса последниве години реално. Но мислам дека више вуки никој не го интересира и се враќаат во тоа воук. Така, нагалено. Воук култура вуки се извикување, кенселинг. Да. Ја вуки се ја викам на галена. Ова пак као минатата епизода, ја окренам тоа се пушта. Па така е животот. Да, падни стани. Не може рамно да е. На стомаче вака стај секој, нека ти стои. Иначе ме фасцинира што ова ремейк всушност и па и овде ја мача тема Стоун со бричење глава, со
Па Со треба, сите чуда, да. мора да дознаат Мора, дали мора. е навистина во земјанка или не, мислам сега. Како иначе би дознал? Ја на момент, ја дори кога го гледав филмов, го асоцирав всушност и колку е ептен блиску до реалноста, колку вакви, односно такви луѓе постојат во светот што се теоричари на заговори и се останато, би отишле до Да. до таа мера тоа да го направат со киднапирање, со експерименти, со чуда, само да ги дознаат тајните на светот, што додуше не ги дознаваат на некој начин, ама до која мера би отишли, колку и да е фикција, многу е сликување на реалност. И затоа беше Джеси Племенс многу добар таму во таа улога. Значи беше крајно убедлив и мислам дека влезене тој актер во некоја си многу добар дел од кариерата, кај што ги бира улогите и го вади максимумот од себе. И по серијата Фарго и тука гледам дека Племенс и тоа како докажува зашто е голем играч. Со Богонија толку, да, Добро, сега со на кратко, да. F1. Да, со F1 или Формула 1, спортскиот филм, како што може да го наречеме, со Бред Пит, со Чад Олдман, не знам, филм за F1, кој што е малку подобар од Drive to Survive, Добро. кој што таму поише на реалност. Детали има да, повеќе во деталите, серијата, да. реалноста ја представуваат. Бред Пит многу ми се свиѓа таа улога. Нема во Формула 1 Бред Пит. Мислам во Drive to Survive нема Бред Пит. Да. Овој другиот Чат Одман не ми се свиѓаше искрено, многу ми беше како непотребна улога ми беше неговата, ама реално е ставено онака, ајде имаме еден што би бил малце по Да, антитеж. баш што би му се спротиставил на главниот лик. Иако не е дорасна за да придонесе до тој стадиум. Да. Класично. Да, блокбастер убав кој што би претендирал можеби повеќе во техничките категории, заради тоа што доаѓа до израз сите машини таму да ги озвучиш, да направиш да биде убедливо, трзај со почвата, со тркалата, сето тоа. Да, кажам, он Технички ќе добие за визуелни и за звучни, звучни, мислам за дека звучни, е силен конкурент заради тоа што има многу работа, бидејќи има многу звуци кои што произлегуваат и те држи тензијата и во монтажата. Во монтажата те држи тензијата заради тоа што и да не се разбираш во Формула 1, значи и да си баук, да не знаеш ни Овде те адреналин. те дрма, да. Адреналинот ќе го почувствуваш и ќе почнеш да најуваш, ако ништо друго. Мене искрено ми е многу криво што не го гледав во кинофилмот. У кино ма со многу добро озвучење, она. Така, да. Каде што Да, не му давам никакви шанси за без пичери такви работи, Повеќе ама за техничката реализација. апсолутно. Не ни ставам, не ни сваќам ни зашто е ставам во без. блокбастер само. Секогаш имало по некој блокбастер, ако се вратиш назад, секогаш има еден блокбастер, онака кој што е crowd pleaser за широки маси, кој има позната фаца која што го носи филмот. И сега мора да има и за таа демографија да се покри. Секогаш имало некој таа. Ама све имаше во филмот, и љубовна прича, и валство, и кул филм, само за љубители на Формула 1 мислам дека е многу добар, иако доста знам дека и критики имаше како зашо е вака, зашо е така, ама се пак е фиктивен лик ставен у светот на автомобилизмот. Иако неколку имаше од Формула 1 возачите кои што се поминуваа, нели, во кадрите колку камео има. Кој да го парим дали тоа да го направат? Па, сега филмот беше 100 плюс милиони буџет, така што платени се, не грижи се. Као имаат за да преспијат, да прејадат, као снабдени се, окей. Баш гледав и како филмот изгледа во IMAX. Ау. Леле тоа колку е. Сигурно е лудо. Леле. Ја тој бил гледал во IMAX. Во IMAX со најбоље озвучување. Вриштат од сите страни. Кај нас у Бугарија има Бугарија мислам дека најблиску, да. IMAX. Да. Бугарија и Софија, Косово нема. Не, у Грција, ама у Грција не знам у Солон дали има. Не знам дали има. Атина сигурно, ама Солон. Мислам дека нема во Солон. Добро, трет филм. Трет филм. Франкенштајн. Франкенштајнен. Ајде. Топ. Мене конечно добар филм за Франкенштајн да се Добро. да се погоди онака
би ви препорачал да го гледате сите, нема да кажем ништо, ни спойлери, ни ништо, дека Што спойлери си Што се книгата е стара, Абе, 300 добро, години. ама. Мислам дека има мораториум 300 години, како е старо делото да има спойлер. Ако не си ја читал, Има еден доктор, прави чудовишта. да, и вика It's alive! Да. си игра малку повеќе, се заигрува со струја. Франкенштайн, сам уште сега ќе кажам, а после малце повише во детали ќе влегуваме, за мене е искрено најдобриот филм за оваа година. Така. Ми се свија што беше на Netflix, actually. Па Гилермо има договор со Да. неколку филма со Netflix да и работи, така што ти Гилер... имаат само пари да го финансираат овој Апсолутно. екстравагантен потвак на него. Гилермо у последниве години прави магии, можам комотно да кажам, со све како изгледа, визуализација и све останато, и стварно искрено кажам дека Франкенштайн е мојот омилен филм за година, иако Синерс нели беше прогласен за многу награди, ќе дојдеме до него. Да. Франкенштайн ми се допадна апсолутно се. Значи се ми се допадна. И како изгледа чудовиштето, Добро. како изгледа докторот, како се каже И Айзак. Оскар Айзек. Оскар Айзек, да. Како се каже од Ингоријас Бастардс? Кристоф Волц. И он ми беше врвен у улогата. Добро, сека дека и да се појави. Што до душа не познав дека е он, и од од кога го изгледав, барав кој глума, како гледам, глумел и викам, еј, Па кај беше овој? да, апсолутно така. Чека бе, тој не беше и у трето полувреме? Не. Не, Не, тој е друг. не. Другиот е. Друг е, што личи многу на... Многу личи, ги да. меша. Да, Двајца човече. да. Како браке да се. Ама тој што беше трето по време и беше и во Inglorious Bastards. Во некој од тие војници. Да, како генерал нешто беше. Што му сечат Чека, глава. не беше тој првиот со млекото во... Не, тој Не, е друг е. кога се Споредна улога е, Да. како и да. кога се сцената кога ги више кога ги киднапираат она у шумата. Во шумата. Добро. А како во споредба со другиве филмови на Гилермо? Со оглед на тоа што претпоставувам ги имаш и Пенс Лабиринт. Како би го рангирал Франкенштайн во сите тие филмови што... Shape of Water повише ми се Повеќе ти се свиеше. допаѓаше, добро. Го ставам на второ место. Океј. Shape of Water ако ми е на прво место, визуализација све можно. Така. Франкенштайн ми е на второ. Добро, тоа е високо. Франкенштайн или Франкенштайн? Франкенштайн ние ќе си го викаме Франкенштайн? транскрипција. Да, ми е на второ место и вау, ме фасцинираше. Океј, Лани ме фасцинираше нормално Носферато. Ова ми беше малце посветла верзија од Носферато. Различен пристап имаат. Да, Егерс и Гилермо има многу различен пристап. Да. Ама она моментот на тоа време, таква градба, сите тие останати работи, многу ме потсети баш у како му дојде втори, парт 2, мислам, акт 2, кога е Во градот кога... градот, кога е се многу добро. градот ми имаше многу голема сличност искрено со филмовите. Те телепортираше во времето. Да. Дека индустриализацијата доаѓа и дека народот се гуши и мора да се случи некаков пресврт, нели? Ја има таа тензија и плюс и SF елементите се доста својствени за Гилермо, што нели машините чудни што ги прави со различни бои, како ја контролира струјата. Има белезите на Гилермо се секаде присутни во филмот. И најубавиот момент, нормално што раскажа и причата на Франкенштайн, е моментот со кој е всушност чудовиштето у светот, дали е чудовиштето или е човекот што го креира чудовиштето. Од колку моменти успеа да се спаси од многу ситуации. Тоа од други Франкенштайн филмови искрено не сум го почувствувал на тоа ниво. Ликот на докторот колку успева да направи толку белија да се спаси на крај. Мислам, не да се спаси, туку да се извлече како да окриви некој друг и вау, едноставно вау. И овој Джейкоб како е Елорди, тој колку е убав, па дури и како чудовиштето е убав. Не можеш грд да го направиш. Да, не можеш грд да го направиш. Го месна му се знам. Да, ама не, со Маргот Роби се сега. Да ја помине Маргот. Па дај ми ја меси ми ја Маргот ако не. Море ја па да. Ќе помине после Wuthering Heights ќе им Да. помине тоа е Да, романтичен период само така во Да. Френзис. Види, јас само имам една забелешка поглед на Франкенштайн, тоа што Гилермо многу си ги сака чудовиштата, мислам дека ги сака повеќе од колку што треба. И е многу бајас и е многу со една
оклопим става, ги заштитува на некој начин и докторот и чудовиштето во книгата прават многу злодела. Мислам, прават нивниот начин на однесување е многу подрастичен и порадикален, затоа што сепак Мери Шели е авторка од светски рамки, што на 18 години едноставно напишала ремек дело. И кај неа докторот е еден разгален аристократ, кој апсолутно е егоцентрик и не го интересира никој ништо. Знаеш, тука малку докторот беше рок-н-рол звезда кај Гилермо и малце го никогаш не би побарал прошка Франкенштейн во книгата, ако веќе гледаме. Никој не е таков човек. Едноставно е разгален богаташ, кој не знае за никого и за ништо, себичен, алчен. И затоа и ги користи парите од што му се дадени да ги троши кај што и во што сака. А знаеме дека Франкенштейн па во една ситуација не сакајќи убива дете во книгата, така што и од тоа го поштедил Гилермо. Има неколку потфати направено Гилермо каде што ги заштитува овие ликови и малку ја балансира работата околу нив. Тоа ме извади од кожа заради тоа што ги знам многу добро ликовите како треба да бидат направени и тука мислам дека неговата преголема љубов кон чудовиштата што се сака повеќе од луѓето доаѓа до израз. Што не е на одмет на филмот, ама е на карактеристика што можеби не го прави толку радикален да биде филмот. Знаеш, го прави да биде поприемчив. Така. Мислам дека моментот со детето, мислам дека е намерно заштитено и не е прикажано толку за да не биде па толку дарк, бидејќи мислам дека пошто сепак и на Netflix и се други работи, но треба да симпатизираш со чудовиштото, треба емоција да имаш кон него да ти побуди дека сакаш да се заштити, да го заштитиш, мислам заради тоа што е фрлен во светот чудовишто. Апсолутно, и мислам дека многу критики би добил од во денешно време од тоа, што генерално не е убаво бидејќи не можеш да го адаптираш како што треба, но сепак има најдено начин на кој што тој го има решено, да. Ама емпатија треба да имаш кон чудовиштото. Апсолутно. Начини можеш да најдеш да го направиш и да го утепе и детето и да не изгледа толку Така да. као драматично. Сега зашто не го стел тоа, може да кажете многу ги сакат чудовиштата, па страпно било Да, си го чува дома, некој ќош го има сигурно 100%. облеката или што и да е, мејкапот ги чува дома, пошто тој живее нели во вила со Франкенштейн и со Дракула, мислам. Сигурно ги има некој. Ја мислам дека Гилермо има вакви сауни мауни и кога ќе отвориш вратата, се отвора некоја огромна просторија и таму се сите змејови, чудовишта, подводни. Тоа не смо за озбилно, има као Да, кај што живее буквално вилата му е направена со не знам први едиции од не знам какви книги, има Джиновска Франкенштейн глава има во домот која што си ја чува. Живее со чудовиштата, мислам као пријатели му се, тоа е тоа. Ваков. Да, си го имаат муавет. Ќе преминеме на филм Хамнет. на Хамнет. Добро. Да, ја ова го сваѓам као Хамлет, ама на интернет. Добро. Со дислексија. Хамлет со дислексија. Да, Хамнет. Овој филм го немам ја гледам. Ја не го гледав, за жал. Го ставив на листа, но не успеав до денес да го гледам. После снимање сакам да ги догледам, овие што ги немам гледам. Океј, ова е процесот на создавањето на Хамлет, односно како Шекспир го има инспирирано да седне и да ја напише оваа пиеса, со тоа што дури се избегнува во голем дел на филмот да се посочи дека е Шекспир во прашање. Туку Пол Маскал го условуваат како Вилијам Бил, му викаат, пошто кај би знаел дека е тој ако не ја знаеш премисата, не? И живеат во рурална средина и едноставно тој заминува во градот, во голем град за да најде просперитет и работа како и да е, кој што не може да функционира во самото село, пошто е подготвен за поголеми работи. И исто како и со Train Dreams тука ми се многу слични, заради тоа што се случува смрт на дете, кое родителот нема можност да се збогува со него. И тоа е главниот мотив, двигателот за да седне Шекспир да ја напише представата и на крајот ја имаш изведбата на целата представа. Во кратки црти филмот е тоа. Ама Джеси Бакли и Пол Мескал се актериште. Значи тие се тие актери од новиве генерации кои ако им проложат кариерите во оваа нагорна линија, може да очекуваме стварно енормни улоги од нив. Така што Джеси Бакли го носи филмот, Джеси Бакли е
врзана со природата, буквално као вештерка е, сите илјачи ги знае, сите адети ги знае како да живее соедно со природата и е многу емоции знае да извади од типот од разорните, нели сепак родител што губи дете, тоа треба да имаш нивоа за да можеш да го одглумиш и од друга страна има и игривост, има приемчивост, има слоевит лик. Многу слоевит лик пред се. Ама е периодичен филм, многу сличен со Train Dreams, баш во концептот на губиток на член на фамилија. И визуелно е нема лош кадар. Значи нема лош кадар. Кај да паузираш, имаш слика. Пошто Лукаш Жал е кинематограферот, Лукаш Жал е еден од најзначајните кинематографери на денешницата, значи Клои Жао режисерката си го отвори чекмеџето, извади парите и купи најдобрите техничари што постојат. Најдобар кинематографер, дај ми, најдобар монтажер, дај ми, како ги зема најдобрите, едноставно и го сними филмот да изгледа така како што изгледа. Нема лош кадар, буквално. Значи, као ренесансна слика изгледаат сите кадри со сноп светлина што влегува низ просторијата каде седат во домот, да е трошна куќа, изгледа као ренесансен сликар да е направи. Пошто Лука Жале, мислам, тоа е човекот кој ида има снимено и Cold War. Мислам, врв на полска кинематографија. Тоа стварно ти треба најдобрите. Да, И сценографија да имаш како што треба. Знае. И тој што е кинематограф да знае како да го сними сите. Дај ги најдобрите и Колку кошта не е битно. не е битно, па има, да. Има. 60 милиони има за филмот да ги дадат, така што не се за жалење. Не знам, дури не е ни многу тоа кога ќе го кажеш. Ако е за Не, најдобрите. ама ако ги дадеш на правите луѓе кои што ќе си ја завршат работата, ќе го видиш во екран тоа. Ако ги расфрлаш на планини кокаин, нема да го видиш тоа во кадар. Како што Холивуд знае да го направи, ама Клои Жао доаѓа од инди сцената, доаѓа од независната сцена, The Rider е нејзин, нејзин беше Nomadland пред неколку години што беше на Оскарите. Нејзин е Eternals. Жал ми е, предпоставувам дека знаете што е тоа. Затоа што ја пратите стрип сцената, да историме за суперхероите, Eternals. Знаеш дека да не го спомнеше сега ќе немаше ми текне на тој. И не треба, очигледно треба да некои ти- работи треба да се заборава дека постојат, нели? Колективно бришење на У него. Eternals има само една добра сцена која се спомнува Македонија. И тоа античка Македонија, Да. не ова нашава со Александар Македонски. Да, сакам многу да го гледам Хамлет и од кога ми го кажа ова дека нема лош кадар, Нема, да. апсолутно ќе го гледам. Тоа сакам да направам споредба со Георги Унговски, пошто на неговите краткометражни филмови него тоа го доживам специфично со Налепница и со Диџе Ахмед. И Пепи и Муто. И Пепи и Муто, апсолутно. После, ако ни остане време, може да ги спомнеме да збориме за македонски филми, пошто не сме ги збориле. Сега. Се на листа ни е Марти Суприм, Да. кој би рекол дека филм со Тимоти Шалмеј како игра, како се кажа, пинг-понг би бил толку извикан и извикан филм. Дали сте приметили дека Тимоти у последни 3-4 години се е номиниран за секој негов филм е номиниран за нешто. Има добар агент, Добар. агентот му ги наоѓа најдобрите сценарија. Знаеш, прво доаѓа тие ейлистерите, најдобрите сценарија кај нив се, и Тимоти бира тоа што ќе го одбие и дека и долните актери, како да ти кажам. Чекай, шо има? Иерархија. Марти Суприм, Боб Дилан, оно е со крајот на светот со Ди Каприо, како се викаше, не е ни битно. Ред Мун, не. Тоа друго беше. Овој бе. Ај на почеток на кариера, Дюн, 30 години Дюн, има. Да, Дюн. 30 години има човекот, Да, многу е има млад. вакви филмови за себе. Многу го сакаат луѓе. Сега баш пред некој време имаше фотосесија како игра Југио. Цел интернет се запали за Југио дека направил фотосесија. Ја уште презимето на човекот не можам да му го запомнам. Шаламеј. Кој што би рекол Адам Сендлер. Шаламе! Така. Тоа ме не, од кај искочило тоа? Тоа ќе си ги прашаш неговите вај да се ми Ја колку што знам, некој на интернет као кажал, знаете што многу интересно презимео на човеков да го изговара Адам Сендлер. Па звучи као нешто што тој ви кажува на комедиите. Па баш тоа, баш тоа. Звучи као нешто, ама гума актер, е буквално приспособлив е на секоја улога Да. и го вади тоа што ќе го побараш од
човекот, се како да ти кажам, ги користи годините што ги има во право место, на право време и ги лапнува улогите кои што ако не е тој некој друг ќе Роберт Патисон ќе му ги земе, знаеш. Вонка беше Така, сега Вонка се е исто Вонка некој, беше да. оддава, да, Да. ама тој не он прави да баш нешто како што. Па сега пак Не, он крив, он убаво си излумен. Да, не го прави само тој филмот, треба и други ликови да видат. многу проекти се појавуваше, ама што викаш ти агентот. Агентот, менаџерот Знае кај да работа, брцне. значи, да. Си го бира нај кајмакот. Кој му разбира, агентот си- бе да нас нека не биде агент. Големи студија се Гости да не договара. од некои 4 еврејски Може, презимиња, да. најверојатно. Тие што се ги застапуваат. Марти Суприм е еден од тие биопик, мислам, класичен кој ќе кажеш американски биографски филм, се мисли на ова. И тоа за некој лик кој што апсолутно во сферата на спортски, и ова е спортски филм, да се разбереме, не е само Ова е формула уште еден. поспортски. Да. Ова е за пинг-понг надпреварувач од 50-тите години. Една атрактивност, што да ти кажам. Што да ти кажам, значи, спортската сцена се врти во гроб, мислам. Кошаркари и фудбалери нема што да кажат, мислам. Еве, ја искрено ќе кажам, не го гледав филмов само ради тоа, пошто Нормално. стварно не ме интересираше, онака Како би? апсолутно не ме Не ме интересирало бе брат. Освен во ето што играат пинг-понг, што е Да. сосема супер спорт Да. и се е на место. Ја не играм И релевантен е во контекст на, не знам, не е Усейн Болт или да речеш, не е некој кој што предводник бил на Да. спортска сцена, знаеш, не е Джордан, не е Да. Чекај, Меджик, како и да е. Типов нешто направил пинг-понг сцената, бил нешто најбољи од свет или? Има достигнувања, меѓутоа тоа кај него што е карактеристично е што е лажго, што е свиндлер, што викаат американците, као устата ја отвори, само лаже и подмитува луѓе, злоупотребува луѓе, значи хоштаплер, како да ти кажам. И тоа многу добро е направено во филмот заради тоа што само брка врски. Како да најде еден, друг, да зезне пријател за да искористи спонзорство. Знаеш, такво е расипано човечко битие, ама целта во животот му е да биде најдобар, затоа што тој смета дека е најдобар од У пинг-понг. пинг-понг. Крај, нема подобар од него. И баш заради тоа што е фаличен лик, антагонист е, значи буквално е антагонист, нема со што да се врзиш, симпатија немаш кон него заради тоа што се што прави е злоупотребува луѓе. Злоупотребува секако познанство. Значи преку сите лешеви ќе изгази само за да дојде до титулата. Ама пак на крајот сакаш да знаеш што ќе се случи со него, пошто Так. Тимоти Шаломе го доловува. Шо има нешто светско у пинг-понг, као World Championship или... Има сигурно и на Олимпијади е за Олимпијади знам. Летна и Олимписки игри е заставен како спорт. Има бе 100%, ама толку брат, кој прати пинг-понг бе? Никој Јас- не е ни битно, ова се тие малите американски херои во спортот кои што кога ќе се закачат филмовите за нив ги прават да бидат монументи од човек. Јас сакам да играм и пинг-понг, че се и добро играм и се. Ама брат, по еден пинг-понг играш да знам у животов, ќе сум среќен брат. Плюс е малку потешко за снимање и гледање заради тоа што брзо е топчето, мислам тоа се потезите, завршува партијата. Као многу кинес брзо, игра, као да. фин, дин, дин, дин. Да, мислам. И тоа е тука многу добро го има решено тоа со успорување кинематограферот и монтажерот го имаат направено, така што да те привлече и толку што не е инспиративен пинг-понг да го гледаш, кога од дистанца го гледаш, кога ќе ти ја доближи камерата, е нешто впечатливо и не те пушта, заради тоа што сите филмови на браќата Савти се буквално како не знам, заразни се. Не те пуштаат. Значи, од прв до последен кадар те пленат и едноставно зашто и да е ликот, сакаш да ги гледаш како пропаѓаат, пошто не те пуштаат. Толку се заразни. да. Таков е и овој на Джош Савди, као Uncut Gems што беше со Адам Сендлер, Так. тој е негов. Good Times со Роберт Патисон исто така. Знаеш, едноставно фалични се тие ликови, Почна дишењето се фаќа. фалични се тие ликови и едноставно сакаш да гледаш како од една глупост во друга влегуваат. Так. Кинематограферот на филмот минатата година беше во Битола, му организирав мастер-клас, така што таму имав едно 2 сати муабет со Дариус Конџи, тој е човекот 7 што го има снимено, така што имал милион други филмови. Беше што доби награда? Тој е лауреатот за минатата Сива година. позичка. Тој. Ти си имал 2
хата квалитетно програма. Да, има. Си го има. гледал тој филм, така? Да. Кај Добар. може да го гледаат, слушаат тоа? Читаат? Тоа сите што беа присутни во салата може тоа да го искусат, заради тоа што не знам, снимката не е објавена се уште, така што манаки имало посет, кога ќе одлучат, тогаш ќе ја стават. Немаш ти? Не. Сите интервјуа што ги правам се кај нив. И со нив. Значи, Така, јас знам дека ти си носиш нов рекорд, да рече. Да, ама тоа За лична употреба? за мене е да. Аха, За архива. добро, да. За архива. Не сме да... Не, готово. Нема споделување никако. Ништо, манаки, ние пред некој време рековме дека сакаме следна со оваа година да правиме подкасти таму, така да објавете ги неговите интервјуа и ќе се чуеме. До душа со Докс си прави фендемуавет, ама ќе видиме за годинава. One battle after another. Значи... Ди Каприо, мислите дека втор Оскар ќе му донесе овој филм? Не знам, таму е во конкуренција со Шаломе, нели, така, во таа категорија. Па не знам, не, дека не идеме по категории, уште Да, ама чисто главна да, улога па би е- требало, да. главните овде улоги се главна улога е да- најтешки за бирање, затоа што се најдобрите од најдобрите, нели? Да. Со Франкенштейн и One Battle of Another, скоро вака ми се, Франкенштейн ми е нормално маце поише, Така. ама вака, тука се бакнуваат. Вау. Да, луд филм. Многу луд филм. Посебно сцената со бркањето од полиција. Стискаш туража One и take-от. нема... One take-от. Нема запирање тука. Да, тоа колку трае, неколку 10 минути? Не, помалку беше. Толку е, ама Да, ама ти трае. изгледа вечност. Да, траеше. Изгледа вечност. И кога јас сум фанатик на one take филмови, на 1917, на Birdman, на Сео А Санто, го гледаш он? Анора, Нова година. Адолесцент го гледаше? да. Вау. Тоа е Каква серија е тоа? Сцената ме фасцинираше, пошто е car chase и го гледаш дека стварно не е исечено ништо. Пошто one shot филмови ќе го приметеш моментот кај се сече, ќе го приметеш она, не знам, не, столче, нешто во тело, ќе го приметеш, овде ништо не. Така, тоа е вештината, тука треба да докажеш дека си тоа е мајстор на вештината. занаетот, нели? Така. Многу добар приказна, многу добар прича, која што страшно вози од почеток до самиот крај и искрено не би ме не чудело ако му дадат и Оскар за Best Picture. Тоа е фаворитот за оваа Да. година, тоа е Анората на годината. Мислам дека многу ќе бидат гласни зашто нема на Синдрас да му дадат, ама јас мислам дека One Better After Another дека комотно може да си го земе Оскарот и да се каже дечки си изгазевме годинава. Така, Леонардо Ди Извини, Каприо. ама мое. Извинете, ама мое. И плюс Леонардо е добар како, нели, ветеранот кој што се враќа на работа, ама некако не го бива за шпионските работи. Нешто многу тешко пасворди памти. Да. Така што тоа има и комедија, знае тука Пол Томас Андерсон да вметне. Така што филмот на повеќе рамништа работи. Затоа што Пол Томас е многу добар режисер, тоа е неспорно, мислам да Мастер го има Phantom Thread има, Boogie Nights е негов, така што Магнолија филми што се тоа и не можеш едноставно да не го имаш во муавет него во трката за филмови. Плюс филмот е си дава фора во монтажата да те вози како што сака и како што уме. Значи не е она структуриран баш сцена по сцена. Не, ако треба да се бркаме 30 минути, ќе се бркаме 30 минути. И ќе те вози и нема да те пушти. Стискаш туража и тоа е тоа. Така што тоа е вештината и слободата која што Пол Томас си ја зема. Чекај, и овој беше на Netflix, не? Не, овај На HBO го има овој. да, што е на Warner. Така што Warner ги дадоа парите за да се сними филм. Ја го гледав на стриминг сервис, односно на рано пиратски сервис, Да. и пред некој ден на HBO си го пуштив, да го изгледам уште еднаш. Пошто HBO со Warner систем Да. куќе и затоа ги земаат они на се платформа, да. Да се вратиме со странски филм The Secret Agent. Ако не се лажам, бразилски, Да, од Бразил е, да. не успеав да го гледам, што ми, мислам пред снимање што ми е многу криво, но до 14
До 15 недела морам да го издавам Secret Agent, пошто сите го пофалија. Посебно бразилски, одамна немам гледано бразилски филм, иако знам дека они имаат Го гледаше минатата година, нели, нивниот кандидат го зборував, I'm still here. Да. Да. На тоа ниво е, Апсолутно, да. реализиран и Secret Agent. Со тоа што Вагнер Моур е, тука имаме машко кој што го глуми, ајде да го наречеме тајниот агент, а не е тајно агент во филмот, тоа ќе си гледаш, ќе видиш дека друга е намената, едноставно нов идентитет зема во друг град заради тоа што е прогонет од тоа е турбулентен период во Бразил 70-ти кај што така магично исчезнуваат луѓе што не им одговараат на властите. Тоа беше и I'm still here, нели, истата таа деценија, истата таа премиса каде што диктатура има во државата и едноставно некои што не се истомисленици магично исчезнуваат, знаеш, она спијат со рибите што викаат мафијашите, да. Па заради тоа сака протагонистот во овој филм да избега да со нов идентитет во нова местност, во детството да се врати во малото градче од кај што потекнува, со тоа што во 2,5 сати, мислам дека трае, така што малку е овој исцрпувачки за гледање, ама е прилично интересно како успеаат толку многу лоби да имаат за овој филм. Значи овој филм за да дојде во бразилски филм, за да влезе туку така во филмовите, треба некој сериозно да застане и да го турка. Така што не дека Филјо, режисерот на филмот е кој знае колку зацементиран во Холивуд, туку едноставно продукциите решија дека ова ќе биде латино популацијата која што ќе застане зад него. Така што ги покрива тие демографии. И интернационалниот дел од жирито кое што гласа стои зад овој филм. Така што го поддржува на сите манифестации кои што се надвор од студискиот систем. Така што ова е филмот кој што од латино провениенција ќе го фаворизираат и затоа е тука дојде. Периодов цела Латино Америка е на многу сериозно на ниво на сегрени светот, не знам, Бед Бани на Супер Бол и периодов би кажал години наназад. Да, ама Со тоа што латино имаш у дискотека, брат. Да, тој замат. Не, само да кажам сега, овие неколку години е на многу сериозен Топ ниво. хитови ги имаш што се латино. Да. Добро. И Од Рики Мартин и Енрике Инглесијас до ден денес, значи Да, да. секој се пробивале И во они беа на Супер поп Бол. сцена, така да. Ама мене најисkreno ми смета тоа. Не ми се свиѓа тој окей. Има за луѓе што им се свиѓа и латино се. Не ми се свиѓа тој ритм, тоа лигавање на микрофон. Ке паса. Не можам да го поднесам луѓе. Добро, ама имаш хип-хоп артисти кои што латино, нели, пеат на латински. Кој? Добро, и Cypress Hill имаат песни кои што ги Абе имаат да, направено, ама така. ти викам овие што се Поп изведувачите. Да, се разбираме. Да. Муча. не можам, се ежам кога ќе слушам, гасам одмah. Имаш бум-бап, имаш хардкор бендови кои што пеат на шпански, така што имаш сцени. Не мора да слушаш поп, никој не слуша поп латино. Океј. Лошото зајче не го слушаш? Не знам, ти се верува дека ни една песна не му знам, брат. Не, ја не знам да ги пеам, ама знам. Ама не знам ни ритам од песна. Ја кога кажа Бед Бани на звук, кој е Бед Бани бе? За на Супер Бол. Има млади генерации што се го слушаат, тоа е тоа. И што ти кажам. Трамп се свага со тебе. Да не да бога многу политика. Имаме духови. Да. Здраво, живо. Потребно снимање. Да, ама да кажи. Имаше некои шкрилови тука останато од вчера. Меджик горе. Ти е горе? Сега има дел дупка во сценографија. Што нема да ги има. Мислам ќе ставиме таму. Преминуваме на Sentimental Value. Исто странски филм, Така. што искрено не знам ништо за Sentimental Value. Но не знам ништо. И Secret Agent и овој, значи се филмови кои се работени за $5 милиони. Само колку перспектива добиете помеѓу F1 и 200 милиони на буџетот што го има и 5 милиони на овие два филма, мислам. Со 10 копродукции од европска и од латиноамериканска продукција. Така што може да се пробијат до светска сцена и филмови кои што се работени за
за ситни пари, што се вика во споредба со другите. Ова е Јоаким Триер режисерот, тој е звездата на европските филмски фестивали, значи човекот кој што освојува Кански, негов последен беше The Worst Person in the World, ако се сеќаваш на тоа името, име. да. Истата актерка Рената Рейнспе глуми, што беше главна таму, глуми во Sentimental Value, со тоа што Скарсгардовците ги има тука, тоест дедото Скарсгард е тука. тие Таа фамилија, Тоа е за тие таленти. од сите тие чекај, дедото беше оној што глумеше у Тор? Стелан Скарсгард е, тој глуми во филмов, најверојатно на него мислам. Тор што е доктор, што е научникот тој во Тор во Джин Греј, како се вика, таткото. Таткото. Не Джин Греј, како се вика, Може. женскиот Тор, како ја се викаше. Добро, тоа е фестивалски филм. Фестивалско филмче со тоа што мислам дека Неон ги купува фестивалските филмови, а Неон многу добро знаеме како ги турка работите. Така што Неон со тоа што го направи со Анора, ќе се обиде да го направи со Sentimental Value оваа година и сите пари што ги има за рекламирање и giftbags и пропратни разобедувачки материјали да го истурка Sentimental Value да влезе во дискусијата за светската сцена. Дали Ханилен беше под нив? Да, беше Ханилен со тоа што во тој период има уште неколку други документарни и играни филмови на кои што поголем дел од резервите заминува за промовирање. Со тоа што ова е филм за режисер кој нели стар волк кој што сака да се врати повторно на сцената, да биде во муабет да сними нов филм, само што сака да искористи ќерките да му глумат, а не е баш присутен татко, не многу бил составен дел од нивниот живот и сега како доаѓаш, а пишуваш темек сценарио за нас да не инволвираш и тука наоѓаат тие семејните динамики, доаѓа класичен европски бергмановски филм, значи фестивалски филм кој што наоѓаат место и за таков филм да истуркаат артхаус филм во помеѓу блокбастери, што говори за шаренилото оваа година што имаме. Како овие два филма, мислам, што се фестивалски миленици влегуваат во трка со джинове. Само да кажам поздрав до Радмила Кантрип што само што ми звонеше, ќе те барам после снимање. Преминуваме на Sinners. Ајде. 16 номинации. Титаник колку ги имаше? 11 мислам. Кој имал до сега најмногу? И па Титаник, Lord of the Rings и... Така, исто има Титаник. Да, и уште некој. Значи овој има 5 плюс од нив. Има Има. берикат верси. Што викаат? Знаеш, само што Колку гледаше имаше? трейлерот кој искочи, 16 ги имала. Не, добро, нема за. Добро. Само што гледаше трейлерот кој искочи, јас знам викам, леле, филмов ќе биде бесен. Така? Од трейлерот се гледаше дека филмот ќе биде бесен. Да. И филмот е бесен. Е бесен. Е бесен. 16 од 24 тоа броев сега. Дори им фалат за шо им фали бе? За кратки филми, за анимација, за такви работи. За документарец. Тоа што не може да влезе. Добро и да сакаат, не може. Да, да. Не може интернационален да биде, на англиски зборуваат, знаеш. Па тие уствари. На чист англиски, на класиката на не на Хилбили. Немој за на англиски. Да. Да не направиме рейси джокс. Треба ли да збориме нешто поише за филмов? Sinners, да. Sinners прича која што е доста позната, уште во постари години, за демоните, за дали, како се тоа, дали смеат да влезат или не смеат со покани. Вампирите. Вампирите, извини. Да не мешаме сега, демократ. Да, со вампирите. Демони влегуваат во куќи без прашување. Тие се во куќите ги наследуваш. Купуваш Јас само да куќа, прашам. демонот е тука, ја те чекав тебе. Ова Ти ми дојде, слободно. Дојди бабуце. Вампирска прича која што искрено приметив дека многу луѓе пред да се покажат сите номинации за Оскари, многу го издигнува, Добро. ама кога стигна 16 номинации, многу почна да го хейтаат. Аха, добро.
пошто како може таков филм да добие 16 номинации? Па Ајде, Може. очигледно. квалитетно е, може. Ја апсолутно сметам дека си заслужува 16 номинации, бидејќи исто ми е, ајде да кажем, на трето место од филмови што се појавуваат на Оскари годинава, да не беа Франкенштајн и One One Battle After Another, да. дефинитивно ќе ми беше фаворит. Иако, како за One Battle After Another, ако му дадат за Best Picture, тотално би бил окей. Може би не, ама сепак сакам да се земе Франкенштајн. One Battle After Another слободно нека земе. Овој ако му дадат ја беше матер, не беше моја одлука. Мислам дека овој ќе земе други награди, ама без picture ќе му остат на ќе земе баги, као ќе земе 5-6, One Battle After Another ќе земе као Best Picture. Така. Сега, од друга перспектива ја малку ќе гледам, заради тоа што сум тврдокорен хорор љубител. Така. И ова ми беше еден од понеомилените хорор филмови на годината, заради тоа што ако гледам од таа призма, ништо ново и апсолутно ништо креативно не прикажа како беа вампирите доловени и кога беа и како беа употребени. Ето, Од таа перспектива, дури ми е онака надвор од топ 20 хорор филмови на годината го рангирав, заради тоа што апсолутно ако имаш пари не треба да значи дека имаш и креатива за себе. Сме огледале од Самрак до зори, знаеме што значи Пресврт со вампири. Океј, го направил некој многу подобар од тебе, Рајан Куглер. Немам проблем со тоа што решил од Black Panther режисерот што нема повеќе од 5 хорори гледано да сними хорор филм, може да се едуцира и да го направи тоа. Со тоа што ќе посвети дел од својот живот да согледа која е таа креативна енергија која што треба да ја поседува еден режисер и кои се тие правила кои треба да ги скрши. За мене овој филм се 5 филма во еден, насобрани на едно место, каде што блуз сцената ја објаснува, семејните односи ги објаснува помеѓу браќата кои што доаѓаат на југот и отвараат некаков си кафич со кабаре, како и да го наречеме тоа шталата, глорифицираната штала. Јужначкиот пулс го отвараат со парите на Ал Капоне или од кои да ги имаат, и вискито негово. И доаѓаат тирците кои што се нели доселениците, кои се вампирите, кои сега ќе се бориме против нив. 3 различни филма ставени во едно, мешано, фрлено. Коцките паднати. Тоа се можеш да одлучиш дека не е толку едноставно жонглирањето со овие 3 различни теми. Ако сакаш документарец да гледаш за блузот, ги имаш филмовите на Марти Скорсезе кои што се за Делта блузот и за настанувањето на блузот. Ако сакаш да гледаш racial, односно расните борби кои што на југо се случувало, имаш мал милион на филмови кои се направени на тоа ниво, како Парис из Бртнинки, кои да ги напоменуваме, кои говорат за Джим Кроу ерата и дискриминацијата која што ја трпеле. Значи ова е као да гребеш од 3 различни сегменти на сладолед и да направиш едно со 3 кугли кои што кога ќе се стопат ќе имаат на едно и на друго вкус. Иако сцената, музичката сцена, каде што транзициите се случуваат, нема човек кој што може да каже лош збор за неа. Значи таа е феноменално реализирана и тоа е врвното достигнување во филмот, ама надвор од неа мене не ми инспирираше и не ме мотивираше со ништо, заради тоа што 3 филма во еден сме ги гледале од многу подобри режисери што повеќе се разбираат од Рајан Куглер. Ама тоа е тоа, тој ги има парите, тој го сними филмот. Чекај, ова е не, да кажам, Па не. редок хорор што бил номиниран. Get Out, мислам дека се вика. Да, и тој имаше Он и номинација. освои, мислам. Silent of the Lambs има номинација и освоено има на времето. Shining мислам дека има за Пендереки, така што се случува, секоја година има по еден, еве Франкенштајн, нели ако го земеме во пошироки рамки е жанровски филм. Хорор. Сепак чудовиште оживувашко. Ги има елементите. Значи сега напишане во според книга која што е постамент на хорор жанрот, како и да. Што мислиш за Рајан Куглер што ќе биде режисер на ребут на X-Files?
Супер, одлично. Нека ги снима сите филми, што да ти кажам. Джордан Пил двојка ни требаше, како да ти кажам. Ја уште не можам, Джордан Пил ми е море мајко, Па, не знаеш Twilight Zone се ги пропасти, така што редно Значи, време не и знаеш Куглер колку ме и Сванс нервира- да ги пропасти, така е, мислам. колку ме нервира фактот што работи со Коджима на игра. Значи, Супер. кај ги упропасти филмовите, Супер. глупости направи, ги упропасти Twilight Zone што не сакам да ги гледам дека се негови. Не треба. И сега и со Коджима работи. Супер. До душа што Коджима е треба добар, не го слуша него, ама Новиот Джордан Пил требаше, Рајан Куглер очигледно Холивуд откри дека е новиот. Што ја ти да кажам? си личат. Па сега и по филмовите И очигледно. по филмовите очигледно. И за крај меѓу најизвиканите филмови Train Dreams, кој што ја на трилер ми беше многу дури премногу онака фестивалски филм, но кога седнав да Беше го од гледам. Санденс. Да. Но кога седнав да го гледам, леле колку Човечка приказна. ужива. Те удира. Леле колку ужива. Да. Онака само знаеш кога си издишеш, леле. Со дрвата, со Не му било лесно на кучиите, Джел да. Еджертон, да. Со кучиите, со целиот тој момент идење низ шуми, низ све Те останато. внесува во времето, ти губиш осет за све околу Апсолутно. тебе. Буквално Тоа е изгубив мојте. осет. Тоа е Ја до душа дома пред некој време се земав на телевизор Philips со Ambilight и Ambilightот многу гледа како ми пукаше Ambilightот на тој филм. Да? Леле Супер. каков филм. Ти направи филмот, да. Да. Супер. Ја ќе земам со Амбил. 30.000, 60 Абе, пати. не, окей, тоа, него се мислев дали да земам кај нас нема OLED со Ambilight? Има на Philips. Нема. Има. Кај Може потрошено. Philips имаат, ама кај нас немаше кога барав. Добро. А не можеш да го нарачаш да ти ја достави? Не знам колку пари ќе видам така брат. Не, многу е скап. Ама не знам па дека ми и за гейминг. Одлично, мало филмче од фестивалите од Санденс наградено, кое што исто така влегува со 10 милиони некаде, мислам дека буџет е работа, не е голем филм, значи не се гледа дека нема каде да се троши во филмот, дрва се, шума е, Америка се гради, историски филм, ама исто како и Хамнет го има тој момент на губиток на членови на семејство кој што те сече на филмот и те остава едноставно те врзува со протагонистот кој е многу приземјен, надвор од сите светски текови, или на крајот дури дознаваме што се случува надвор тоа местност. Така што ова е фестивалски филм, ама е успешно реализиран и многу ми е мило што се најде помеѓу овие. Чисто како една друга перспектива да даде дека многу е важно да знаеш да напишеш лик и да прераскажеш приказна. Не само да ги имаш експлозиите, автомобилите, стантмените, треба да знаеш да доловиш човечка состојба. А мислам дека Train Dreams. Да, и човечка состојба и фоли си многу да направиш, пошто пак си шума, треба музиката да доловиш, треба звуците, пошто не е работа Празнина е тоа. Тоа треба да пополниш. Апсолутно. Тоа не е само човек ќе застане во кадар и толку. Нема диалози многу. Да, треба точните птици што се таму, што живеат, пошто само не живеат, па баш некои обични совечки или не знам што живеат, сериозни птици кои што дури не можеш да ги најдеш од тие огромни джиновски дрва. Да, имаат датотека на звуци. Има датотека тие луѓе што стварно напале нешто добро. Мислам дека филмов нема ништо да освои на Оскари. Ништо, ама квалитетен што ќе си го има. И Тоа. убаво е да зазема такво место ваков независен филм за и во година кога ќе дојде некој на тоа ниво што е реализиран, да сваќаат продуцентите дека окей, можеме да ставиме и еден таков. И убаво е што е филмови како Хамнет и како него што се наоѓаат помеѓу гигантите. Фестивалски филмови се емитуваат кај нас? На нашите фестивали во зависност кои може да ги откупат правата за да ги пуштат. Хамлет мислам дека беше или не беше никога? Мислам дека во киносала играше на репертоар. Кинотека? Хамнет секако дека кинотека играат, ама мислам дека и Cineplex ги имаше Хамнет. Мислам дека голем Train Dreams такви работи мислам дека не ги има. Него не е заради тоа што беа врзани мислам дека Netflix го откупија и мислам дека многу рано после Sundance се појави на платформа. Така што летово го имаше Train Dreams. Беше достапен пред фестивалите кај нас да почне. Така што нема фајда. Идеме сега категорија по категорија.
Да, може да идеме категорија по категорија. Од кај сега да фатиме? Не, сега не мора све, нешто дај. Не веќе ги поминеме. Сите. Све ќе поминеме, ги... Подредените се актори на Рилинг Роуд да стеснам одма. Или како ти се Мене ми се поред како што е Да. новината официјално од актор. актори на Рилинг Роуд. Да, тоа. Овде го правевме муабет. Значи, номинации ги имаме Тимоти Шалме во Марти Суприм, Леонардо Ди Каприо во One Bite After Another, Итан Хок во Blue Moon, Майкл Би Джордан во Sinners и Вогнер Мура во The Secret Agent. Така. Ајде по еден ќе кажуваме. Ти го Да бе, гледај, овде вика Тимоти Шаламе. Шалмеј. Така, ама и го има овде и Ди Каприо и Майкл Би Джордан. Не знам, стварно, кој би можел. А? Не, збори се. Ја да имам Blue Moon што е. Blue Moon е исто биографски филм за човекот кој што, тоест по периодот кога се создава Оклахома мюзиклот. Брат, као да ти кажам, поред овие фатано. тројца од Blue Moon нема И шанси. Марио Коли. Не, нема шанси, ама ова е улогата на животот на Итан Хок. Затоа што таму е главна улога и има најдобрите реплики што некојаш ги Да, кажал. да. Ама не може да се мери, заради тоа што филмот не е толку извикан. Го нема никаде. Ја ќе го мерам. Тимоти, Ди Каприо, Тимоти освои Critics' Choice, освои Златен глобус, така што Така е. од критичарите почнаа да го фалат, па потоа на глобусите го наградија. Пред неколку дена Майкл Би Джордан ја освои од Screen Actors Guild. Да. Актерите го наградија Майкл Би Джордан. Сите се големи играчи, Вагнер Моура па исто така зема глобус, така што Знаете што Тимоти, приметив оваа година Оскарите се стварно квалитетни. така. да. Оваа година се И конкуренција кажам, И лани беа добри. Не е еден блокбастер што ти кажа, оле поише ги има што се конкурентни се. конкурентни ептен, значи оваа година ќе е интересна баги. Посебно во во актери и актерки категориите, таму сите се петте исклучителни улоги се мислам. Тој Јас- играч меѓу најдобрите, така. И јас сакам Ди Каприо да го земе вториот Оскар. Би му го дал на Тимоти, но кој да го земе апсолутно мислам дека го заслужува пошто сите овие актери се одиграа добро улогата. Джордан може, не толку, ама Ама го сакаат актерите сакаат очигледно. актерите. Сите го сакаат него. Истино би им било криво ако добие. Значи ако добие он за без ова за актери Зашто на бе што? Не бе нека добие, немам мога. Не, кажав, од 5 души кој добие, нека добие, јас сакам Ди Каприо, но и Шимоти. Шимоти Италоме. Шаламе. Вака, само да појасниме ова, во академијата членува 10.500, односно 10.500 членови и тие имаат право на глас до 5 март беше отворено. Најпрвен секој од сектори, 17 сектори мислам дека се, кои се поделени во академијата, секој своите фаворити ги промовира и ги стават да бидат номинации. И откако секој сектор ќе си ги изгласа номинациите, сите заедно гласаат од понудените номинации. Од овие 5 мина до 5 март од академијата гласаат, со тоа што јас ги напоменувам намерно и Screen Actors Guild и глобусите, заради тоа што истите членови кои што членуваат во Сдруженијето на актери, Сдруженијето на продуценти, истите тие гласаат за Оскариве. Значи истите тие кои што ги даваат наградите за најдобар продуцент на пример, за најдобри продуценти на филмот, истите тие гласаат и за овие филмови. Така што од баш поради тоа мене ми се некаков показател овие награди, како што се глобусите, како што се, например, BAFTA наградите, како што, например, тие се индикатор како интернационалниот дел од жирито ќе гласа, например, за BAFTA наградите. Screen Actors Guild за како актерите ќе гласа, за актерите. Така што тоа ми дава некаква индикација кој би можел, односно кој е најголем фаворит, и затоа Тимоти со оглед на тоа што ги има и Critics' Choice и критичарите и глобусите, мислам дека му е работата печена. Ама има конкуренција. Дојде и Тимоти, на толку улоги, на толку избори. Па што? Па подобро сега отколку као Леонардо на 50 години да чека Оскар, така мислам. Ти си А дел. за тие 50 години, па дај да кажам, од тие филмови што ги има, му дава за не дека беше најлош, ама Тоа е кога има осмиш многу награди. боле филмови што можел да добие
Оскар Ди Каприо. И па еве оваа година на пример почесните Оскари му даваат еден на Том Круз. Да. Така? Тоа е тоа. Ека, дечко, ај, што не ти дафем, ај, секи да... Еве ти. Почесен Оскар. Супер. Ти си дел од тие 10.500? Не, јас сум член на ФИПРЕСЦИ, така што не сум составен дел А на... како може да критичар. влеземе ние тројца од тие 10.500? Најлесен начин е филм да имаш снимено кој бил номиниран во една од категориите, тогаш да. по автоматизам стануваш член. Значи, Тамара Хотевска е... И нејзините кинематографери и Милчо со преддождот, сите по автоматизам се членови на академијата. И другиот начин е двајца членови кои што се во академијата од одреден сектор, кај што ти работиш да те номинира тие да станеш. Од типот на двајца актери да речат Марио е добар актер, Марио го номинираме и после одбираат. Тие се само два начини има за да станеш. Па дај нешто да Јави се на платиме, Тамара. дај ти на актери некој, ја на На режисери, Тамара јави се. ќе вакво и ќе направиме нешто да. Актер Споредна во улога. споредна улога ги имаме Беницио Дел Торо, One Battle After Another, Джейкоб Елорди, Франкенштайн, Делрој Линдо, Чекај, се сумирам. Делори Линдо Синерс, Шон Пен во One Battle After Another и Стелан Скарсгард во Sentimental Value. и тука имаме борба помеѓу Јас одма без никакво мислење ќе се кажам Джейкоб Елорди за Франкенштайн, Добра. пошто ми беше многу убав, но многу поише сакам Беницио Дел Торо. Да, окей. Не знам, такав ми беше интересен. Ајде. Франкенстайн. Добро, добро. Не, јас сум за Франкенштайн поише, ама да. Океј, ја би сакал Шон Пен да земе баш поради тоа што беше грд. Значи, за разлика од Джейкоб Елорди, Да. значи Шон Пен беше една од најгнасните улоги што некогаш ќе имал и мислам за споредна улога треба да му дадеш на таква категорија. Апсолутно. Шон Пен ги зема бафтата ја зема и од актерите Screen Actors Guild. Така што е предводник и од нив, ама Стелан Скарсгард па има глобус земен. Тоа. Сега што правиме, дали старецот или младите? Старецот ли мора да работа? Така што тесна е меѓу нив Тесна, двајца. тесна. Актерка во главна улога, ја имаме Джеси Бакли во Хамлет, Хамер ќе кажав. И да кажеш не е погрешно. Роуз Бирне во If I Had Legs I'd Kick You. Кейт Хадсон во Song Sang Blue. Рената Ренисе во Sentimental Value и Ема Стоун во Begonia. Е, сега помеѓу Ема Стоун и ова Джеси. Ема Стоун има земено до сега, така да ја би за Джеси да земе. Джеси зема све оваа година, значи. Нема ќе земе. Джеси зема бафта, зема од критичарите, зема глобус и зема од актерите. Посигурно, мислам, Да. нема ни една награда заради тоа што сите што гласаат веќе ја изгласа на 4 манифестации. Така. Така што Джеси И мислам, ја сега Ема Стоун. ема ако земе тоа е многу превртливи би биле од академија тогаш. Супер. Джеси. Ја ќе кажам Джеси, ако мојот глас овде нешто не е толку битен, не ги знам повеќе во филмови, така да чим Джеси земава све, ќе го земе и Оскарот, и Оскарот само што видов и убава е. Треба да се појави на бината. И во дебели ги треба да И се во појави. да. Apelirаме. Hi Jesse, we're gonna We'd contact you like to invite you to be Yeah, our yeah. guest at Fat Geeks podcast. Актерка во споредна улога, имаме Ели Фанинг во Sentimental Value, Инга Со среќа. и Ипсо дотер. Ипсо Дотер Илеедас во Sentimental Value исто, Еми Мадиган во Weapons, Лумни Масуку во Sinners, Тејана Тейлор во One Better After Another. Што еден хорор имаш тука, Оги. Weapons е хорор филм. Weapons. И тоа е и во игра, да. Еми Мадиган. Таа го предводи. Добро, тешка категорија ова. Има фаворити. Ја би зададал Weapons, па што да не? Weapons зема и од критичари и од актери. Така што на прав пат е. На И прав за пат е мене Еми да Weapons. земе.
На прав пат, иако ова Тејана Тейлор од One Battle After Another е конкуренцијата. Да. Таа е конкуренција, таа има Многу конкурс. добро ресуар. А Синер го сака од Бафта. Така што мислам дека нема да има удел многу Синерс во оваа категорија, ама и ја би сакал Weapons да изненади. Weapons. Ама Теана е фаворитот, мислам One Battle After Another, тоа е тоа. Жената си пукаше со пушка. Награда треба да си добие. Следната категорија е Јоги, мислам дека не ни е битен гласот, анимиран краток филм. Ги имаме Butterfly, Forever Green, The Girl Who Cried Pearls, Retirement Plan и The Three Sisters. Ја ништо не знам од ова. И Јон Вардар. И Јон Вардар, да. Ама краток. Ти идеш да краток. Јон е малку долгичок, во долгите треба да видите. Што кажеш ти, тоа ќе... Butterfly е фаворитот во ова. Имав можност The Girl Who Cried Pearls, тоа е стварно добар анимиран филм. Стоп моушен работен со една многу интригантна приказна за девојче кое што кога е тажно созите стануваат бисери и соседот ти ги краде бисерите и ја оформува неговата империја. Ајде да речеме. Пепе ги сака бисерите го сакаат Пепе. Многу повеќе од колку што треба. очигледно. Само тие да ми ти биле пластика. Во Америка пластика се увезува тој период. Ама Butterfly е фаворитот кој најголем процент има гласови. Да го поздравиме Миќо, кој што работи на Пинокио, новиот филм од заборив како се ка режисерот, што битува моментално што сма премиера. Мисле дека тоа е овакво бе, постер само за нешто. Не бе За филм. нешто ќе да е. Следна категорија кастинг. А долгометражни анимирани, сакаш? Пошто нема само кратки, има и долги. Да не, идам поред. Добро. Шорт имаме кастинг сега. Добро. Хамлет, Нина Голд, Марти Суприм, Дженифер Вендети, One Battle After Another, Касандра Кукулунулус, The Secret Agents, Кулукундис, Кулукулиндис, The Secret Agent Gabriel Domingos и Sinners Френси Мајслер. Ова е прв пат категоријата да се воведува оваа година. Така сега да те прашам што е кастинг? Да, ќе има неколку иновации кои што во наредни години исто ќе прават. Мислам дека стантмените ќе ја номинираат за 100-тото издание, ова е 98-ма. Значи ова е првата номинација која што Кастинг директор. Да, кастинг директор, тој што ги прави планот за кој каква улога ќе има во филмот. Тие што ги бираат актерите кои ќе им глумат. И па нашава на Милчо што е кастинг директор, како да се каже. И сега ова мислам дека има една шпекулација која што се шири дека откако ќе биде воведена категоријата за на 100-тото издание за стантмени, односно за дублерите, ќе биде и за ансамбл каст. Тоа се уште нема, има на глобусите ансамбл каст. И за дуплери? Стантмени за 2 години. Така? За 2 години ќе се Треба, воведи. па Каскадерите треба, да, каскадерите доаѓаат за 2 години, а понатаму се разговара моментално во Холивуд за ансамбл, тоа е за збир на цела екипа. Што би се разликувало од кастингов? Чекај, не го сваќам тоа. Има веќе постојачка е за ансамбл, односно мислам дека глобусите ја имаат. Ако грешам, нека ме поправи во коментари. Тоа е за главни улоги машки, главна улога женска, значи ансамблот на актери. Као тимот, Актерите. као екипата бе брат. Тајфата бе? Што глумат во еден филм? Да. Точно. Значи, ќе имаме еден главен и целиот тим. Цел тим. Да. Значи, главниот споредната, другар му, Сите, братовчетка му, сите ама нема, ќе Ама имаме како и тим. заборавената Врз братовчетка. основа на тоа како сите биле на нивото на задачата. Ама тоа во иднина Океј. треба да се донесе. Да, да, Можно и да не се случи никогаш, ама само има на се разговара за тоа. Оваа година имаме кастинг, значи. Кастинг директори кои најдобро си ја завршиле работата да го погодат кастингот за тој филм. Тоа врз основа на тоа се доделува наградата. Синер се предводникот, тој ги зема од Critics Choice и од актерите. Ту помфрит. Се јадиме. Така што ова е Да, ја мислам дека првата категорија кај што Майкл Би Джордан и компанија. јас сум за Да, Sinners, награден. што некако Ептен се сите избрани таму. Sinners?
Иако One Battle After Another исто така има Да. паметно одиграно за да ги изберат. До душа, кај е Франкенштайн? Го нема? Тоа не ми се допаѓа маца. Следна категорија е синематографија. Франкенштайн, Дано Лаустен, Марти Суприм, Дариус Конди, One Battle After Another, Майкл Бауман, Sinners, Auto Мандонал Хларапов, Train Strange Dreams, Адолпо Велсон. Тој ја се склапа. Склапов? Да. Оди да го склапиш. Ама не склапав ја. Синематографија и кинематографија. Да, Начин све како што е снимено. фотографијата. Да, јас си кажав, Франкенштайн ми е за мене. Франкенштайн, да, и за мене. Тука One Battle After Another освои бафтата, Бауман ја зема таму наградата и Train Dream зема од критичарите. Адолфо Dream, Велос. Dream. Sinners нема освоено ништо, ама е најголем па фаворит, заради Да. тоа што американците се најголем број. Ја пак ќе кажам, Дариус Конджи си дојдол во Македонија, се видовме, си Така, испоштувавме, ова од почитат. Те почитувам, брат. го поштуваме, човекот си е номиниран, тоа е тоа. Така што секој може да освои. Буквално во оваа категорија секој може. Не сакам многу да влезам во политика, но колку и дали има Трамп влијание во све ова, пошто гледаме дека многу работи има влијание. Многу работи се форсирани врз Америка, и колку би имало влијание за Sinners да... Па не знам заради тоа што на пример Обама имаше многу повеќе влијание тоа, на него, тоа. заради тоа што тој имаше продукција негова. Да. Знаеш, и беше во соработка и со Netflix, така што тој директно и имаше. Ради него Ханиленд него Ето би така. Оскар. Така што мислам дека тој има поголема ингеренција. Можеби Трамп има ингеренција филмот за Меланија да го има во киносали, ама за Оскариве мислам дека нема толку голем удел, освен ако тие се симпатизери. Стварно сам Меланија. Да, има. Да, ми година, документари. не, он излезе и меѓу најлошите рангирани филмови ever made. Као сега Меланија? Меланија, како може да се мисли? Не, Да. Има излезе Трамп излезе филм, само се викаше Трамп. не. Он излезе со Ау, Себастијан. имаше бе овој. Себастијан Стен што глумеше, Како тоа да беше се викаше одличен филм. филмот? Одличен филм. Следна категорија не е каст. Значи Sinners се може да ја освојат, меѓутоа фаворизирате вие Франкенштайн дека Да. кинематографери ќе бидат. Ама белички. Духови, Може духови. да. Пладно. Еден, значи, чиста информација Меланија, оценка има 1,4 на MDB. Заслужи. Беше 0. Ве поздрави. Беше по 1. Костум Дали дизајн? некој 5 звезди бе на филмов? Не. Костум дизајн? 10 има. Има бе дајано 10 звезди. Ти се пеете го Трамп пише. Джейди Венс и Трамп. Джейди Венс и Трамп и Марко Рубио. Костум дизајн, номинирани се Avatar, Fire and Ash, што го заборив тотално. Така. Добре, нема да ги читам кои се. Fire and Ash, Франкенштайн, Хамнет, Марти Суприм и Sinners. Така. Франкенштайн. Дефинитивно најголем Франкенштайн, конкурент се, Франкенштайн. има бафта, има од критичарите награда, така што секогаш костимите доминирале во начинот на како се костимограферите како ги направиле своите дела, така што Франкенштайн е највпечатлив периодични филмови, историски филмови се во прашање, така што Франки. Да, скроз. Следна категорија е многу интересна. Директинг, режисерите, ајде. режисери. Номинирани се Хамлет, Клои Жао, Марти Суприм, Джош Савди, One Battle After Another, Пол Томас Андерсон, Sentimental Value, Joachim Данец. Триер и Sinners Рајан Куглер. Имам големо пречувство дека ќе му дадат на Рајанот. Да, ја мислам дека ќе. Нема шанс. Не пречувствувам само, Нема шанс. ама многу, Не, на Хамлет ќе му дадат, на Хамлет. ама би сакал на One Battle Another или на Хамлет. Све освои One Battle After Another Така. и од режисерите освои, и бафта, и критичари, и Златен Па глобус. готово. 4 освои. One Battle After Another, иако Така, некој шо. пречувство имам, што многу ме јаде дека ќе му дадат на Рајан. Нема шанс. Ама ако му дадат, Незаслужено ќе биде. незаслужено ќе биде апсолутно. Јас сум за One One Battle Battle. After Another. Следна категорија е документарен филм, Нашата болка. Долгометражен. догометрашен кај што требаше да влезе и приказната за Силјан.
Номинирани се The Alabama Solution, Come See Me in the Good Light, Cutting Through Rocks, Mr. Nobody Against Putin, The Perfect Neighbor. Ја овде ништо не гледам, не ги знам филмове. Ево прашање. Ајде. Зашто Силјан не влезе во конкуренција за документарен филм? Затоа што кога беше објавена кратката листа, многу јасно стана дека филмовите кои ги фаворизираат документаристите, 10 од 15 филма беа од Sundance. Така што со самото тоа што Силјан беше во Венеција, Венеција е на крајот на годината скоро, го утна целиот тој период, цела година да се промовира и да биде составен дел од најизвиканиот фестивал за документарни филмови. Така што голем дел од овие филмови што се номинирани беа од Sundance. Тоа е една од главните причини зашто се фаворизираат документарни од овој фестивал. Ханилен, да те подсетам, беше на Sundance, така што затоа имаше таа предност. А Венеција никој не го есапи, никој не го ферма фестивалот дека има документаристика. Така што не е одскочна даска за да те земат сериозно, да те сватат. Дали тоа е грешка што требаше може следна да се чекаше? Не знам дали продуценти би оставиле филм да не се објави, само за да имаат шанси за номинација. Тоа е тактика која треба да си ја одлучат самите, заради тоа што Sundance е јануари, а Венеција беше септември. Така што Добро да се почека, да кажеме, чекај малце. тоа е нивна стратегија. Таму не се мешаме. Не ми е јасно сега. Кога ќе дојде Тамара на гости, тогаш ќе збориме. Ако искочи у септември, Добро. ќе го на Sundance ќе биде номинирано и јануари? Не. Два засебни фестивали се, различни фестивали на различни континенти. И филмовите во Венеција не се конкурентни толку многу за документаристика. На Sundance филмовите што се ги внесуваат за документарна категорија. Да разбираш, значи не можеш на двата да идеш. Ако знам дека имам мастерпис, Тогаш би пуштам чекал- на Sundance. Пуштам би на Sundance. чекал на Sundance. Паметно од твоја страна би било тоа, ама многу луѓе немаат гаранција дека ќе бидат примени на Sundance. Така конкуренцијата е јалова, така. И ако не те примат, ќе треба да чекаш цела година. Не е све што ќе покажеш да влезе. Значи, Така. пак има Ама Силјан ќе да знам дека е Ханилен двојка го имам джеп, пак ќе чекам, така? Пак тоа е одлукан, пак ти викам, ја носат продуцентите, тие бираат дали ќе ја примат оваа понуда што имаат да си имаат премиера Венеција или ќе идат на Sundance, тоа е тоа. за документара зали имаш Дефинитивно Perfect Neighbor, откако го гледав, кога го зема, Netflix го откупија, одма рачето го посегнаа по филмот. Кога го гледав, ни Силјан, ни ништо не сватив дека нема шанси ниту еден друг филм, значи ќе Така. гази Perfect Neighbor. Значи имаат таква една сцена имаат каде што родител имаат фатено во кадар кога треба на детето да му објасни дека мртва е неговата мајка. Тоа добива Оскар одма, инстант, на каков начин да го снимиш. Цел филм е снимен од бодикем. Цел филм е Стварно? снимен од снимките на полицијата кои што доаѓаат и вознемирувањето во населбата ги снимаат, значи со самите нивни бодикем. И е монтиран од тие снимки, ништо повеќе. Воу. Овој ќе го гледам. Така што Perfect Neighbor ја земаше наградата ни Сијан, ни никој, значи немаше конкуренција. Ни Путин, ни Сијан, ни никој. Perfect Neighbor плюс е Netflix продукција, ги купија правата, така што го Вишар, туркаат. тоа мора да се гледа. Категорија документарен краток филм. All the Empty Rooms, Arm Only with a Camera, The Life and the Death of the Brenda Renaud. Не ги читам пошто ми се далеко. Children No More Where and Are Gone, The Devil is Busy и Perfectly Strangeness. Така, Ништо не гледам тука. тука All the Empty Rooms е фаворитот. Трогателни се, значи сите што имав можност да ги гледам во кратки филмови, документарните, стварно навистина се трогателни. All the Empty Rooms е екипа која што оди во домовите на децата кои што се жртви на school shooting, на пукање во училишта, ги снимаат собите на нивните деца кои што се починати.
И цел документарен филм е од такви снимки, и тоа е најизвиканиот. Кој е? All the Empty Rooms. Потоа тој со тешкото име што го кажа Arnold Only with a Camera е филм за фоторепортер кој има погинато, односно починато за време на престрелките во Украина и Русија. Така што тој е човекот кој што одел на воени жаришта и снимал филмови, документирал. Така што Го знам човекот, пошто имам слушнато дека за него е направен некој филм, ама не знам дека е тој филм. Да, тој е тој и од тука гледав Devil is Busy, исто така тој беше за во Америка, нели, има протести за клиниките за абортус, Да. и како еден ден на вработена во клиника поминува со тие што протестираат пред клиниката и како ги внесуваат девојките кои што абортираат. И Perfectly Strangeness е филм за магариња. Толку? Да. Магариња се шетаат во обсерватории. Толку. Нема диалог, нема ништо. Едноставно магарињата си доаѓаат покрај обсерватории за гледање на планети и тоа е, си се шетаат и си од. Види некој магарија, некој овци. Розови овци. Кој како на DJ Ахмед. Така што All the Empty Rooms е дефинитивно фаворитот тука, мислам. Најтрогателен е дефинитивно. Следна категорија имаме филм едитинг или монтажа. Формула 1, Ајде сега. Формула 1, Marte Supreme, One Battle After Another, Sentimental Value или Sinners. Ајде сега, ја ви кажал F1. И ја ви кажам F1. F1 е конкурент, го зема критичарите зема, ама One Battle After Another има па бафта. Абе добро, гледај за реално, За монтажа, за монтажа, двата на различно ниво си постигнаа успех. Начинот на кој што слобода си зема One Battle After Another како да ја прераскаже приказната, ама од друга страна F1 за начинот на како ги склопи сите теченија во возењето, така што има борба тука, има вожба. Ја мислам дека F1 ќе си го зема, ама од нив двајца кои да зема... Ја мислам One Battle тука дека направи поголеми отстапки и дека докажа нешто, дека приказната не мора да биде прераскажана на начин на кој што сме навикнати. Може да си земе здив. Да. Формула 1 не ти дава здив да земеш, ама овде има поартистички пристап, има монтажерот, поголема слобода има монтажерот во One Battle. Као го диктира темпото врз основа на чувство. добро ја контра Може, F1. одлично. Вози си го филмот. Да. Следна категорија Серија овде, интернационален филм. или странски филм. Бразил, Франција, Норвешка, Чек, ќе ја кажеме убаво, значи The Secret Agent од Бразил, It Was Just an Accident од Франција, Sentimental Value од Норвешка, што не знам дека од Норвешка ише ли. Е копродукција со Данска со еден куп. Тоа како се чита Шират или Сират? Сират. Сират од Шпанија и The Voice of Hind Rajab од Тунизија. Од Хиндраджаб. Тунис. Тунизија. И зашто овде пак не влезе Силјан? Сега ти кажа. Не, тоа беше за документарен. Исто нема веза. Многу потешко е во интернационален филм, тоа беше одстапката што Ханиленд ја направи за документарен филм да влезе во рамките на интернационален филм. Многу е по ригорозна конкуренцијата тука заради тоа што ова се победници на фестивали. Да. Значи ова се победници на Кан и ова се победници на Берлинале. И на други фестивали. Кој е Кан, кој е Бернеле? Не, Кан е, извини, It Was Just an Accident. Е на Кан? Да, го нема од Берлинале филм што победи, моја грешка. Sentimental Value исто така беше во конкуренција, во главна конкуренција во Кан. Така што ова се филмови кои се во официјална селекција, кои се надпреваруваат за најпрестижни награди. Hind Rajab освои 9 награди во Венеција. 9 освои во Венеција. Така што за сите овие правев епизоди во видеологија, сите овие високо ги оценив, така што Sentimental Value има бафта. Secret Agent е многу туркан, многу фаворизиран од тука од продукциите, така што има од Critics и од Златен глобус. Мислам дека Sentimental ќе ја земе, не знам која е моќта за промовирање на Secret Agent, така што меѓу тие два се бори. Мојот глас овде нема ништо влијание, ти оги кажи што сакаш. Мислам дека Неон ќе го турка Sentimental, као што Анора ја туркаше. Идеме на следна категорија. Игран краток филм. Butcher Stain, A Friend of Dorothy, Jane Austen period drama, The Singers, не Sinners, Да. и Two People Exchanging
Салајва? Да, така е. И тоа се What? случува. Friend of Dorothy е најизвиканиот таму. Тоа е краток филм за жена во години која што ја има синот заборавено, има богатство кое што треба да го сподели, нејзиниот човекот кој што буквално случајно ќе се најде во нејзиниот дом, помлад човек ќе стане да ја издржува, секој ден ќе ја посетува и на крај нели ќе си добие дел од имот, се разбира. Тука читам нешто Джеймс Дин. Не е тој. А не, Не се мисли на почетокиот актер, не. Сингерс исто Ја така е. опрежав Джеймс Не, Дин, не, викам, не, што е работа не, за Джеймс Дин? Друг истоименик како него. The Singers е многу интересен филм на Netflix, го купија него, мислев дека него ќе го туркаат, ама очигледно Friend of Dorothy има поголем фаворит и Two People Exchanging Saliva, него го немам гледано, не можев да го најдам. Зашто Очигледно. да? И тој е фаворит, а Singers се мажи кои што возрастни мажи, работници од еден град застануваат во бар и се надпреваруваат кој подобро пее. И секој си ја пее маката. Во животот што имал, блузери се сите во душа и кој од кој се надвикуваат. Би сакал Singers да победи затоа што е He's gone with another man. ама a Friend of Dorothy е фаворитот. Следна категорија ја имаме мейкап и херстайлинг или шминка и фризура. Така. Франкенштейн, Кокухо, Така. Sinners, The Smashing Machine и The Ugly Stepsister. Франкенштейн. Тоа е тоа. Освои бафта, освои Синерс нема Critics' шминки. Choice. Ги шминкаат, кога се мисли на шминка, се да, мисли мейкап. на мейкап, односно протетика, се Да. мисли на крвта, се мисли на правење маска. Така што секогаш хорор филмови биле доминантни во оваа категорија. Апсолутно. The Substance, пример, Апсолутно. како што освои, така и оваа година треба хорор да земе. Е сега дали ќе биде Франкенштейн, дали ќе биде Франкенштейн. Ugly Stepsister, што Ето и него жал знам. нема да биде, ама би сакал да биде. Ама Франкенштейн ги има сите ингеренции со маската која што е на Джейкоб Елорди да ги освои оваа категорија. Франки. Доаѓаме во моментот со музика. Сега, Само да ги прочитам. Оригинал сонг, ама сега овде, знаеш што има? Мюзик оригинал сонг и под него мюзик оригинал сонг. Не, едното е score. Скор. Скор, да. Значи прво почнуваме со music original Песна и score. саундтрак. И шо Песна и скор. Извини. А што е скор? Музиката која што е компонирана од композитор за да се употреби во филмот. Додека двајца седат и зборуваат музиката во позадина што ли. Тоа е Аха. скор. За original score ги имаме Не. Богонија со Джерскин Фендрикс, Франкенштейн Александре Десплат, Hamlet Макс Рихтер, One Better After Another Johnny Greenwood и Sinners Ludwig Göransson. Така. Ова не знам, ја не сум релевантен, не сум го приметил тоа до толку сега. Слушани ми се мене сите албуми, скандинавецот со долгата коса треба да ја земе наградата, така што металецот Лудвиг Горансон има бафта, има Critics' Choice, има Sinners? Златен глобус, Sinners, дефинитивно. И цел се изброи филм е од базиран со другите. тоа. Така, И јас сум за доминира. Sinners. Џони Гринвуд е на Radiohead гитаристот, тој ја работеше One Battle After Another, така што многу солиден игрив саундтрак беше тоа, мислам игрив скор, скокаше музиката заедно со цела динамика. Особено Макс Рихтер е, Карчесот. таму посебно беше истакната. Макс Рихтер е тивок композитор на Сентиментот кој што истакнува, Хамнет по тоа ќе се издвои, Александре Десплат е одвратен композитор кој што истиот албум го дава за сите филмови, така што музиката на Франкенштейн мене ми беше невпечатлива и звучеше како секој друг скор. Стилно идеме категорија Music Original Song, да ги прочитам овие ги Овде сите само пари што песни. ги имам од джеп ги ставам на една песна. само да ги Ајде. прочитам и ќе прашам ја едно прашање. Номинирани се Dear Me, да не ги читаме Не се. е авторите. Dear Me, Golden, I Lied to You, Sweet Dreams of Joy и Train Dreams. Ова, Сега. значи, зијам кредит и го ставам на Голден. И ќе си го вратиш, тоа е тоа. Аха, од Cape... Исполнето, да. We going up, it's Да, да, our да. moment. Тоа е фаворитот. А, чекай, бе, филмовите ги пишува. Седни деца дома ќе утепа. Сега што да ги прочитам. Пуштам радио и па ја слушам на радиото.
Тоа е тоа спамирање, што викаме, да. Да ги прочитам одново. Dear me на Дијан Ворен, Golden на Cape of Demon Hunters, I Lie to You е на Sinners, Sweet Dreams of Joy е на From Viva Verdi, Вива Верди. Viva Verdi и Train Dreams е од Train Dreams. Моето прашање. Каде е този Викет, двојка? Таму кај што треба да биде. Ниедно не е. Таму кај што треба да биде, Така. надвор од Оскарите. Зошто да дискутираме за тоа? На работа имам колешка која што е многу обседната со Викет Кеце двојка Добре. и кога излегува сите номинации беше шокирана зашто Викет двојка не е номиниран за ништо. Да сме живи и здрави, не? Да. Тоа е тоа. Да. Па Кецот си беше номиниран за све. Долу. За све. Така. Да. А двојка за ништо. Ни за музики, ни за мејкап. Ни. Супер, бе. До душа боле мејкап има двојката. Ајде, Гледаш? нека биде. Не огледав ни Кецот ни двојката. Стварно двојката е полош толку од Кецот или? Мене ми се подеднакво лоши и двата филма, така што не можам што да Не кажам. знам ја. Немам позитивно ништо што да кажам Да, за да, Викат, нека ми се извинувам, мислам се извинувам за Апсолутно. љубителите на мюзиклот, ама има квалитетни мюзикли и има Викат. Апсолутно, тоа, апсолутно, најболе го кажав. Има квалитет, има Викет. Нека Ариана Гранде и Синтија Ериво, Синтија Рио. супер, нека си продолжат со кампањата и надвор од филмот која што ја правеа, што беше едно од најбизарните кампањи за промовирање на филм, со плачењата, со допирањата, со што и да правеа. Фати ме, чек, ево, ова беше кампања. Па со авионите беше? овде што се потрча. Шу. Добро, не бит, најде да... Да, и јас... Таму кај што треба да биде, надвор. Да, и јас сум за Music Original Song за Golden од Cape of Demon Hunters, пошто Иако е... ја би сакал Ник Кейв за Train Dreams, песната што заврши на крајот на филмот во одјавната шпица, таа е на Ник Кейв. Таа удри, си го сакам Ник Кейв, ама Беше? Golden е Golden. На Како? концерт беше? Ја го гледав во Србија кога настапуваше со Bad Seeds. Не е само со пијаното и гитаристот, така што Bad Seeds како што треба ги имам искусен. Следна категорија без пичера, ама тоа ќе го ставиме на крај. Ќе отидеме на Production Design, Океј, сценографија. сценографија. Сценографите, да. Франкенштайн, Хамлет, Марти Суприм, One Battle After Another, Sinners и Sinners. Според мобетиве што ги правевме денеска, колку и да сега да кажам Франкенштайн, очигледно Хамлет ќе биде подобар? Не, како продукцијски дизајн Франкенштайн има повеќе сценографија отколку Хамнет, што има заради тоа што во Хамнет е сниман во шума и не многу интервенции има во колива и во шума. Да, потрошено е, се разбира, и таму средства, ама Франкенштайн има замоци, има вили, има градови, има монструм кој што е оживеан од струја, значи има многу сценографија која што дефинитивно Франкенштайн ја мислам дека Кога беа у филмот на Франкенштайн, кога беа моментите на почеток како прикажува со јаболката со чудата со врагови, колку ми беше сценографски. има снег, има мразови, има бродови, Да, има да. за која сценографија ќе ја мериме со тоа. Има брод почнува филмот. Така. Ало. Да бе, почнува Шумата. Не, почнува со брод Неспоредливо е. како пробува да скрши мраз и не поминува и се морам да го гледам уште еднаш Франкенштайн. Ги ја зема, продакшн дизајн дефинитивно. Франкенштайн. Сценографија нема бегање. Саунд или звук. F1, Франкенштайн, One Battle After Another, Sinners и Сират. Сират? Да, Сират. F1. Тоа е тоа, нема тука дискусија никаква. Значи, Преминуваме. зема BAFTA, зема Critics Choice, така што Една многу интересна категорија, visual effects или визуелни ефекти. така. Avatar Fire and Ash, F1, Jurassic World Rebirth, Jurassic What the fuck, The Lost Bus и Sinners. Jurassic World Rebirth? Ете, Го знам очигледно дека некој има да го фаворизира. Постојано сум го Да, да, да. заборел толку многу. Ово е бе со оваа со Скарлет, бе? Да, знам. Аватар? Да, тој е фаворитот. Убав е. И BAFTA. Јас лично не сум фанич на Аватар филмовите, многу ми се убави, ама многу ми се досадни. Ја Кецот го гледав кој искочи и после двојката кој искочи, ме мрзеше да го гледам Кецот пак. Ја ги гледав кој искочи, не го гледав ни двојката ни тројката. Ја го имам гледано Кецот, нормално, кога искочи. Искочи двојката, му направив тотален скип, искача тројкава, викам, окей, излезене, ајде да се потсетам на Кецот и да го гледам двојкава, да видам што се работи. Гледа колку досадни ми беа сите три. Значи, уживам у тоа што го прикажуваат,
Ама умрев од досада. Ама не можеме да му ги спориме на Джеймс Камерон визуелните изчекори што ги има. Апсолутно. Да, не, Технологијата оди по него. Тоа не се збори, значи не Затоа збори е за визуелни дефинитивно за треба визуелни, тука не се презамува. Комотно на Ој, не Джеймс. знам дали го гледате Adaptive- до Lost Bus, што е... Не го знам што е. Тој е Метју Меконахи, кај што вози автобус насреде пожарите во Лос Анџелес. CGI пламење има на сите страни, као обиколен од сите страни, автобусот полн со деца, тој треба да го изнесе надвор од градот. Као Спид со Сандра Булок и Киану Ривз, само со Метју Меконахи Ми техно причата, ама Америка Ферер. го немам, гледам само го имам слушнато. Ама Аватар дефинитивно. Адаптив Следна категорија е writing, adaptive screenplay Значи, или сценарио адаптирано сценарио, или да. оригинално. Добро. Го имаме Богонија, Frankenstein, Hamlet, One Better After Another and Train Dreams. Добро. One Battle освои BAFTA, Critics' Choice и Златен глобус. Чекај, adapted screenplay, што точно значи? адаптирано пример по книга направено или стрип, не е оригинално. напис, весник, по све. Не е оригинално. Као не е од тебе напишано, адхок од нула. Богонија од кај? Па прво ти е. Па Ти кажа дека е Не, тоа прашам дали е ремейк. тиране ремейк. Ремейк? Добро. Да, да. Hamlet. Франкенштейн, Франкенштейн. Да, One Better After Another. Се базира на дописите кои што ги имале од тоа тајното здружение, книга има за тоа и новински напис, ако не се лажам, нешто од двете беше. И Train Као што Dreams. постоеле тие тајното здружение што се договарале и ова се записите дневнички некои што ги има. Олигархијата. И Train Dreams? Тоа мислам дека е книга адаптација. Аха, nice. I mean, it's obvious. Frankenstein. Добро, окей. Јас сум за Франкенштейн, све сакам да земе Франкенштейн. Супер. One Battle зема многу, затоа тука малку ме плаши дека One Battle бе Може. доминантен. Не, уште сум сега ќе отидеме на крај на главната категорија, ама ја кажав Хамлет, и One Better After Another и Франкенштейн ми се вака, ама што сака нека земе. Јас сум за Франки, ти си за за Джанки. Не, за Франки сум ја. Frankie goes to Hollywood. Така е. Френки е веќе во Холивуд. Франки. 31 е Френки во Холивуд и од претходно е. Ти за? Ја би слагал Train Dreams, ама тоа Да. Girl Can Dream сега, како да ти кажам. Тоа никогаш нема да се случи, така што мислам дека One Battle ќе ја земе. И Train Dreams се добра. One Battle ќе Да, ја да, земе. не, ќе ја земам нормално, ама Све освои, значи тој филм. Оригинално? предпоследна е original screenplay, ги имаме Blue Moon, It Was Just an Accident, Marte Supreme, Sentimental Value и Sinners. Original. Као да ти кажам, брат. А чекај, како е Marte Supreme Original, а е според прича на познат пинг-понгаш? Ама не е никогаш објавено, никако. Во никаква форма. А треба да е објавено, нема врска што живеел. Да, ама ако си живеел, ти ако напишеш, например, Затоа Хамлет е... Не, но ти ако напишеш, например, за хокејарскиот тим, што е кај нас, е твоја прича, без разлика дали некој книга има издадено. Така, за стадот. А чекај, а Marte Supreme? Ама нема никој ништо објавено за него. Ни вестник, ни ништо? Абе, вестник си го пишувало као дека е спортист. играл спортист. Ама нема книга за него, нема стрип за него, нема ништо. Окей. Седнал Джош Савди и си го напишав. Аха. Тоа е тоа. Не знам ја искрено за оваа Заедно категорија. со монтажерот. Синерс, брат. Синерс. Sinners? Бафта и Critics' Choice има тука. Sinners? За жал, тоа е тоа. Sinners. Ти се на Райан без пичтуре. А да ја побараш категоријата за долгометражен анимиран, заради тоа што таа ја скокнавме. Чекај, за таа ја имам. Ама ја нема, знаеш дека ја Документари, нема? не, Ја документари. имам. Јас ги имам тука, ако сакаш јас. Чекај, чекај, Alfred Linen Role, Supporting. Animated short, Фичер. еве. Сум скочил, да. Да, да. Арко, Може да. Animated- Елиот, K-pop Demon Hunters и Lil Amr of the Rain. Литала И Амели. Утопија 2. Добро. Ајде, Оги, кажи. K-pop Demon Hunters, Тоа е шо? тоа, тоа е тоа. Не, Све освои. бум напред цртан, Да. реално. Зашо бе, шо не ви засвигаше Елија? Со детето со едно окце? Што има другарчиња во земјани?
А колку пати си го гледал тоа сценарио? Многу. Да биде реализирано, Многу ако пати. не од Pixar, од Pixar. Зутопија 2 го немам гледам, сакам да го гледам. Еј, супер е. Зутопија ми се допадна. Да, добро. Ама K-pop Demon Hunters е K-pop Demon Не, Hunters. има и Critics, и Globus има, и од продуцентите Да има. им симнеме капа тоа што го направи они што мислам Недостижно. Иако би сакал Зутопија, има доста референци во двојката, мислам. Ова е Забавно. Арко, ова е Шаренијов. Добро, го немам гледал, само го знам. K-pop Demon Hunters, дефинитивно, Да, пошто нели е како најгледан филм на Netflix. Да, сега. да. Дефинитивно, Брат. цел свет го сакам. као да ти кажам Него 100.000 views има од нас само дома. Тоа е тоа, уште да можеше да гласаш. И одиме финалната категорија, најубавата, најпосекуваната, последната, најголемата, каде што има и највише номинации. Тоа што летат и шамари. Така е. Да, паѓаат. Ги- Осебно ако се солени шеги. Така. За номинации ги имаме Богонија, го имаме F1, Франкенштайн, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners и Train Dreams. Со оваа категорија почнавме, со оваа ќе завршиме. Само едно прашање. Ја мачи оваа нација. Каква е вас? Дали и пред колку години се деси тоа кога го утна победникот за Best Picture ли беше? Да, за Moonlight точно. со... како- Така. Не беше Moonlight, Не бе, возачот на лимузината. Green Book. Green Book со La La Land. Не беше бе. не, La La Land беше, ама со... Не, со Green Со Book. Moonlight. Green Book зема. Не, Moonlight е постар. Не, знам дека Green Book взема, пошто ми е еден од обминет Да, филмови, да, да. ама... Со La La Land беше грешката. La La Land го кажа и се качи La La Land, а Green Book зема. Така беше, не Така беше беше. со Moon... Не, Moonlight е постар филм. Moonlight е 2017, може Аха, порано. да. Постар е, пошто на времето A24 го работеа, кога почнува A24. Па браво што греше Green Book е... Да, Баш и кај тебе на емисија која бев на Мгм. тоа кажав дека ми е еден од Топ. милените филмови. Без пикчера. Пицко мајс, си кажав. Јас само ќе напоменам дека One Battle After Another освои BAFTA, Critics' Choice, Golden Globe и продуцентската награда. Јас си кажам дека 4 од 4. Јас се кажам дека колку и да сакам Франкенштейн да земе, One Battle After Another ќе си го земе. Онака комотно како... Јас сакам Гилермо да се качи таму Да. и да ја земе наградата. Чекай бе, ама нема, има добиено? Пенс Лабиринт. А, да. Луѓе, изгледа Moonlight, што го зборевме. Која година е Moonlight? И со кој филм го утнале? Со La La Land. Е, па Moonlight и La La Land, добро, Па тоа, моја да. грешка. Да, Не, знам дека Green Book Moonlight не беше. беше. Moonlight, не. Green Book беше подоцна земја. Да. Моја грешка. Се извинувам. One Battle After Another ќе си го земе како шамар од Вил Смит, така. Мгм. И тоа не сум што да кажам. Па кажи кој сакаш ти да земе? Само малце дека барав овде. Франкенштейн. Не бе, ја би за Франкенштейн брат, ама ќе го земе One Battle Пошто и за режија е Пол Томас Андерсон и за филма најчесто режија и филм. Замислете да се деси некој најрандом твист. Мгм. F1 или Secret Agent да го земе. Не, Мерти Суприм да земе. видиме Мерти Суприм да земе. Има цел свет да се преврти и Оскари 2027 нема да се одржат дефинитивно. Ама дефинитивно ќе се плука во понеделник за One Battle After Another. Уште од сега кажам. Прогнозирам. Не, оваа година стварно и филмовите се врвни. Имаше еден период, едни 2-3 години поред кај што филмовите беа тапа, ама оваа година очигледно Холивуд си направи вака, ајде сега. Што го направија, што ја проширија академијата и внесоа интернационален број, тоа се случи пред 4-5 години. Значително ги промени токму за да можат вакви мали филмови да дојдат во конкуренција со големите, а и платформите, тоест Netflix и другите студија, конкуренција на студијата им се сега. И се судираат, као едните прават блокбастери и другите прават блокбастери. Франкенштейн не би постоел во студиски систем на овој начин на кој што постои, нели? И самото тоа кога имаш конкуренција, имаш квалитет. Да. И тоа е добро. Па да. Па, кај нас околу делници има уште за Оскари такви застапувања?
Не бе, нема. Онлайн нешта ако има, у билтен да има, не верувам. Лани искрено бевме многу точни со одговорите што ги направивме. Мислам дека оваа година нема Мислам дека оваа година се веќе по година, Да. искрено. Така да, барем 20-24 да ги успееме би убаво. Така што ако имате профит од вашите добивки, од колку Така, одите глушувалници, може да донирајте во дебели ставите- гикови. Може да си ставите еден систем 20 од 24, така да... Да. Дел од добивката во Пуштете дебели по некој гикови. пиво сега. Така е. Што е фер. Интересни оскари ќе бидат. Да, да. Душо полителите нели ги највен. Кој се? Конан е главниот, ако Па не се лажам, добар е. Рајан. И победниците минатата година што Да. беа на... Чекај, тие ги доделуваат. Така да. Да. Па ништо да завршуваме да не тупиме многу, тоа беше овогодинешната оскаровска епизода. Вајда нема, може ќе ти имаме пак за, односно не, сега ќе снимаме со тебе, па следна епизода со некој друг. Пак После има- паса тебе. Па после па со тебе. Океј. И ќе правиме уште една епизода со тебе, мислам таа втората за живо за делот во една година што се сменило. Добро. Океј. Во оваа просторија или планирате да мигрирате као птиците на... Не бе, чекај сега, кога ќе имаме ново студио... Да, само викајте ме ново студио, ако е, иначе не ме интересува. Душа стварно се спрема ново студио. Тоа е тоа. Не знам, не знам, И новото да те викне, да знаеш. не знам до кај е така да за 2 недели ако те фикнеме, ако ти пратиме друга локација, Аха. ќе би... Нема да би да ме снеаме. Да, Добро. нема да биде ништо ново. Фала ви дечки што ме поканивте и што можеме вака да си направиме муавет за што е вредно во филмот. Да, фала ти на тебе, господјо, како беше, Милан Карашич? Океј. Поздрав до Миланка. Добро Не, многу пријателство. сега Миланка да имаме, ама после да збориме со неа. Може со неја да се договорите, тоа би било Баш интересно. и Сашко Потрени ни спомна Миланка за на подкаст, едно 10 сати подкаст, пошто Точно. има жената што да раскажува. Супер Миланка. Дечки, само многу се заблагодарам на нашите пријатели кои што ни овозможија да се одржи и да се сними оваа епизода. Најголемна благодарност до Беши 32 кој што не го обезбеди овој простор каде што Златко ни беше по трет пат гостин во ова трето студио. Може би у четврто студио за 2 недели, ако се оформи, тоа ќе биде прејако. Може и ви да си го обезбедите Беши 32, за тоа што ги контактирате специфично Павлина. Само се заблагодарам на Бенто Bloom Cakes, кој што ги прави најубавите мали бенто тортички, кои што треба да направи на тортичка за гоблин. За 25 години подсетија девојката, Да. девојката од кадрово ти се познава што не треба да... Не, 2-3 торти треба да прави. Добро, некој ќе биде Девојката од по-слободна. Само се заблагодарам на Red Bull Македонија кои што ни напојуваат со Red Bull и даваат крилја. Сакам нормално да се заблагодарам и на Goblin Games, како што кажав, што слава 25 години. Одете последите ги кажете дека доаѓате од дебели гикови, можеби попушче ќе добиете. Но сепак цела година ќе има многу интересни работи, пошто слават јубилејнче. Само се заблагодарам на Феткичи кој што ни ја приреди оваа гозба и све останато. И технички требаше утре да се отвори портал, но изгледа ќе се отвори за 2 недели, така да ајде да не го кажуваме, да не грешиме. се отвори. Фала ви многу, фала ви многу што гледавте, ова беа Оскари, а ние одиме, Ова беа prediction за Да. Оскари. а ние моментално летаме некај во Лос Анџелес. Да. Чао. Чао.